Екипа, здраво на сите. Добро дојдовте во уште една епизода на Пак играм подкаст. Се надам дека сте добри. Иако сега е некоја фаза, период на вируси, на грипови, на корони. Гледам дека има голем број на заболени од корона, иако овој пат не е маркетиншки поддржана короната од телевизиите и од вестите, тоа ми се свиѓа. Али има голем број на заразени, така да после ќе збориме и збор 2 за имунитетот и за грипот. Пред да почнам, ќе ве замолам уште еднаш од лево доле едно знакче лайк, да го притиснете. Тоа ни е единственото барање и поддршка кон вас, од вас. И кој не направил subscribe, да кликне subscribe. А вечерва имаме еден специјален интересен гостин кој што е спој на неколку различни светови, мултидимензионален човек кој што спојува различни професии и сфери, например музика. Тој е креатор, музичар и фанатик на фитнес. Затоа и вечерва овде со нас, бидејќи освен што одлично пее, креира и одлично изгледа. Вежба, тренира, затоа и дел од Пак играм подкаст. Има многу добра приказна да каже во врска со неговата храна, неговиот мајндсет, неговиот тренинг, како тренингот му влијае врз тоа што го работи, врз самата креативност и слично. Исто така е автор на една од моите омилени песни. Тоа е песната Рутина, со која што вежбам скоро секој тренинг, ми е топ 3 на плейлистата. Христијан Тасковски Таско. Добро вечер, Таско. Добро вечер, Паки. Фала ти за прекрасната најава, брат. Фала што ми избилда толку, Така? Да, добра најава. Па реално така те доживувам, вежбач, креатор, музичар, во трите си одличен. Така да само продолжи да го правиш тоа. Кога доаѓа од човека од тебе кој што вежба долго време, фала ти. Ми значува многу, фала ти многу. Вежбам долго време, саат и пол скоро вежбам, да кажам. Некаде 2 сати се задржувам. Некад по 2 сати. Кога сме кај Рутина, стварно ја слушам, баш ти кажав дека ја слушам секој тренинг и кога идам на водно и на кеј, не еднаш, ка него 5-6 пати ја вртам, некад имам таков баг, ќе си пуштам една песна и цел тренинг на една песна. Ја исто тоа го имам, ја исто тоа го имам. Мене ротација ми е последно време од Вабо на Еверест, не знам зашто, така ми звони точно. Многу слушалки за тренинг е добра. А рутина како песна брат настана буквално од рутина. Од рутината како ја креираше. Дали ти инспирираше твојот тренинг, твојата околина, што? Да, па тој период баш кога рутина, пази, направена песна пред да е издадена 2 години пред тоа е направена. Јас имав некоја константна рутина на тренинзи, имав константна рутина на живот. И луѓето со кои што се гледав секојдневно и сите работи што ги правев баш ми беа влезени во рутина. И се беше рутина околу мене. И затоа мене ми е се рутина. Затоа што константно вртев во некој луп, меѓутоа тоа ми носеше прогрес и константно напредував, иако беа истите луѓе, иако беа истите околини и да речам, например, денот ми се состоеше од студио, теретана, висење со другари, дојди дома, легни, спи. Тоа беше. Значи, во ниеден сегмент од денот јас немав место да направам нешто, да отидам дали да исхочам негде, пошто не доаѓам од некоја фамилија која што има многу финансиски, да речеме. Можев да висам туку мало со нив на клупи и тоа беше ден. У денот на Таско. И рутината после тоа се стануваше, да речам, само се апгрейдираше. Например, подобра храна, подобар сон, подобра музика ќе правиме денес, поубаво ќе се дружиме денес, например, не мора да се дружиме ние да седнеме денес на клуп и да пиеме, може да седнеме само да продискутираме и да направиме муавет за текот на денот, како ни поминал. И рутина настана така, баш кој текстот тоа го пее цело време. Значи ситуациите во кои што сме се наоѓали, тоа што не направило такви е само склоп на една добра рутина. Баш така, да. Рутина е многу добар збор, боде у очи насловот, знаеш. Самата рутина, ја например обожавам рутини, претпоставам и ти, нели, што кажа, самата не само песна, него тоа што го правиш, што го живееш, тренираш, создаваш, мора да имаш рутина и дисциплина. Без дисциплина на константност, на креирање песни, на тренирање, нема како да се случи прогрес. Ниво музика, ниво тренинг, ниво бизнис, ни со форма. Се е склоп на рутина. Многу луѓе се плашат од рутини, бидејќи ги потсеќа на нешто монотоно, нешто со репетативно и досадно. Луѓето кога ќе кажеме рутина, викаат, досадно е тоа, дај нешто да смена. Луѓето сакаат промена, сакаат допамин. И тука го губат прогресот. Дали е тоа во бизнис или во врска, и врската е еден вид на рутина, нели? Имаш жена и тоа е рутински. Да, све е рутина. Водиш љубов рутински, мислам. Буквално рутината е составен сегмент од секој човек жив и мора да ја има за да
за да прогресира. Без рутина ти ако константно правиш нови работи, значи ако си добар во многу работи, не си добар во ниедна. Баш така. И јас тоа го кажувам многу често заради тоа што не може да бидеш ти многу добар добар во многу работи. Може да си добар во една, две, евентуално 3 работи, ама ти од 10 ствари да си добар, ти не верувам дека постои се уште таков човек и мислам дека е многу тешко да се постигне тоа, па каква ти и да имаш позадина позади тебе и колку и да имаш поддршка од сите останати. Така да, мислам дека рутината е клучна и тоа што збориш ти да се прават репетитивни работи на повеќе пати, само тоа носи до успех. Пример, ќе земеме вежбањето. Идеш ти, ќе вежбаш секој понеделник гради, ќе вежбаш секој понеделник исти вежби, ама од време на време ќе убациш некој различен тип на тренинг, меѓутоа пак се враќаш ти на таа рутина. Затоа што да, и само се зголемува тежината и килажите, отпорот се зголемува, меѓутоа рутината е иста. И потребно е да биде репетитивно некогаш за прогрес. И само тоа носи прогрес. Баш така, да. Во една од твоите изјави на интервју, не знам каде беше, имаш кажано, те слушнав дека доколку не би бил тоа што си, креатор пеач, би бил фитнес тренер. Тоа е интересно. Го запамтив и викам, чекај да те прашам, тоа кажува дека имаш голема љубов кон фитнесот. Не е тоа туку така да бидеш тренер од досада, него треба да си конектиран со тој спорт, да го обожаваш тоа, за да го работиш. Си помислил стварно да работиш како тренер? Да. Да? Да, многу пати, затоа што пази, јас доаѓам од позадина каде што имам тренирано многу различни спортови. Како дете карате, после тоа во одреден период од животот тренирав паркур, значи скокав, рипав на сите страни, некој вид на гимнастика, па се пребацив на стрит воркаут поради повреда. Стрит воркаутот ми беше некако врзан со паркурот. Поради повреда од тренинг во фитнес? Не, од паркур. Од паркур, да. Коленото го има фактнато од зид многу лошо и не можев да тренирам, а сакав да тренирам. И единствено што ми беше поврзано некако со паркурот ми беше стрит воркаутот, надвор на шипки, надворе, пак имаш некое движење, некоја, да речам, поексплозивна агилност, да вежбаш и слични работи. И после тоа се пребацив во тератана, почнав со тегови, тератана веќе ми беше лесно, ради тоа што имав. Која возраст? Ова е веќе, теретаната ми е веќе, мислам дека околу 17 години, 16-17 години. Веќе пред 10 години си почнал да креираш база на мускули. Да. Иначе од дете, константно сум во тренинг од дете, значи каратето ми беше првата работа што ја тренирав, трето одделение на карате и веќе таму нели на самите тренинзи учиш удари ово, меѓутоа имаш нели склекови се прават, чучневи се прават со сопствена тежина и се останато. Меѓутоа така посериозно да навлезам во фитнесот и се ми се случи веќе на 19 години, каде што веќе почнав многу да пазам, мислам да пазам низ храна. Не пазев, јас тоа го јадам цел живот што се јаде, као што го викаме ние, нели таа здрава храна. Као стек, како ориз, како не знам говецко месо, како риба, како салати и тие работи, да, јајца. Тоа све ми беше мене влезено во од мал, затоа што така си хранев. И мене не ми беше никогаш тешко да се пребацам на да речам во светот на фитнесот, да влезам и да пазам на исхраната, пошто нели вежбањето и не е толку битно ако не пазиме на исхраната. И веќе на 19 години почнав многу да навлегувам во тие работи. Протеини, казеин, па споро разградувачки, па БЦА, па креатинот како функционира, па витамините кои зашто е магнезиум, цинк, D3 и све останато како функционира. И правев една, како да речам, баш имав еден тертип како да го терам сето тоа. Например, станувам од сабајле, јадам доручек. И тоа е рутина, тоа, да, рутина, баш буквално рутина. Јадам доручек, пијам протеин, вечерта пред спиење казеин, нели споро разградувачки протеин, сега не знам како тоа на мене реагираше супер. Се тоа реагираше супер. Одмор точно пред 11 гледав да легнам затоа што знам дека после 11 во телото се лача друг тип на хормони, мелатонинот може да изрегулира, да направи грешки во цело тело со други работи. Битен е сонот, битна е храната, битно е све. И тука навлегов малку подлабоко. И со тренинзи, и со исхрана. И со све останато. И видов многу голем напредок и многу убав напредок. Видов. Колку време ти требаше за да видиш сериозна слика во огледало, сериозна промена? На природна база, пошто јас терав, јас никогаш не сум злоупотребувал супстанции, стероиди, не сум користел никогаш. Дали си користел стероиди? Не, никогаш во мојот живот, ништо. Ни клембутерол се неам напијано. Што се вика, едно апче се неам напијано клембутерол. Од апчиња само витамини пијам.
Ми требаше можеби една година, да речам, за да видам убав резултат кај мене, пошто ја бев слабо дете, брат. Јас бев многу слаб. Значи си почнал од слаба форма Да. и само си градал. Да, Тоа е некако од многу полесниот пат. Значи има деца што почнуваат од скини фет градба, нема ни мускули, а има многу сало, Да. он има некако две задачи, Да. и да гради мускул и да топи масти, Да. малце посложено е. Јас имав, да, можеби јас имав некоја полеснителна околност поради тоа што бев слаб, меѓутоа имав мускул поради физичките активности. И сега мене телото ми беше граено на некој, да речам, гимнастичарски стил на тело, како да ти го објаснам, значи имав Да. Си имал добар база позадина Да. од спортот што го Да. кажа, баш тоа Да. е многу важно да се надополнам. Извини што те прекинав, дека не е туку така дека ти си имал прекрасна генетика, него си сработел, си направил база, така баш темели во твоето тело, како што кажа карате, гимнастика, гимнастиката и тоа како е одлична база, седачат зглобови, подлактици, таа она Стомачните, брат, стомакот многу се јача, на пример, да замисли ти во денот да свртиш 100 салта, тоа ти е скок Како собирање, скок собирање. И тоа е само салто назад, така е салто напред. Кај се сите работи кои што ги прекачуваш, се фаќаш и се пентариш по сите работи. Рамениците, грбот, све се активира, целото тело, нозе, све. Имав некоја таква градба, првично таква, меѓутоа сепак имав темел, имав мускул. Тоа не беше нешто во волумен, нешто многу големо, но сепак имав мускул и знаев дека од таму знаев. Бев свесен дека од таму можам да градам многу полесно. Меѓутоа имав проблем со храна и со јадење и со внесување на храна во големи количини за да се здебелам. И тука почнав да dirty bulk да правам. така. И Во успешно некој ти беше или? Да. Да? Да. Укачи квалитет, значи. Јас немам проблем да симнам килажи, имам проблем да накачам и цел живот е. Тоа кај мене брзиот метаболизам функционира на таков, мислам брзиот метаболизам. Функционира телото кај мене на таков начин, ако јадам сега јас можам тоа да го извадам одма за пола сат. Да. Ама од друга страна и тоа што све што не ми е потребно како да ми го вади телото. Јас немам проблем никаков, маст не сум имал Имаш никак висок на базален мене. метаболизам и Да. пак твојата историја многу има влијание, Да. премногу. Фактор број 1 е твојата историја во спорт. Без разлика што е друг спорт, си имаш висок тестостерон, највитно и метаболизам, што е клучно за топење на масти. Дури и да намали со темпо и да малце да кикснеш со исхраната, некако по инерција на стара слава, и јас исто, на стара слава можам да терам уште малку чисто. Како и таа стара бодибилдерска мускул памти. Мускулот Мускулот памти, да. Салото памти, да. А се ова е фаза кај што ми кажуваш за фитнесот и каде градиш, дали во тоа време креираш песни? Или се уште не си почнал? Да, почнувам да креирам веќе песни Кога во прв тоа пат време. контакт со креација, со микрофон, со Порано почнува контактот со микрофон. Ми почнува околу прва година средно, 15-16 години веќе, тука веќе почнувам тракер, да го поздравам братот мој Поздрав за тракер. тракер. Сигурно ќе најдеме начин како да го гледа ова. Да го поздравам, тракер ме наоѓа, брат. Правам фристайл на школка у парк. Седиме таму, другари се 16 знаат. годишна возраст. Да, другари се запознаваат. Ме запознаваат со него, постари батковци едни од мене. Ченто и Петро и нив да ги поздравам, исто. Они ме зимаат со нив и као ајде да сте упознаеме со еден дечко, идам, јас седнуваме со тракер здраво, таско, ајде, бит, инструментал, пау, се прави фристайл тука. И после неколку дена ми звони телефон, јас седам у интернет кафе кај мене умало, да ми ги вратиш парите. Кој пари, викам, ја на кој дужам, не дужам, викам на никој какви пари кои се на телефон. Се шалам бе тракери, вика, ајде дој до кисела вода, вика. Ајде, викам, ќе дојдам, дојдов до кисела вода, се видов, ме хаха, хихи, муавет, и ми вика, што мислиш ти да почнеш да снимаш песни? Он постар од тебе у тоа? Да. Вика, може. Ајде, вика, утре дојди кај мене дома. И така почнав веќе и да бегам од часови и да идам у студио. Се почесто, Значи, мислам. средно почна Да, вика. средно. И од утре дента веќе кај тракер бев, пошто кај тракер имаше многу интересен систем на снимање, неговите си доаѓа у 4 од работа. И ние ако бевме прва смена у школо, после часови си идеше кај тракер, а ако бевме втора смена у школо, првите 2 часа не ги идев. Затоа што, например, тука имаше некое време каде што може да се уснима и да се работи. Ние сега го идевме многу порано, дури да стане, дури се освести. И тука малце се случуваше тој момент на бегање од часови и кикснување со школото и зафркнување. Веќе меѓутоа тоа ми беше љубов и пасија и еве до ден денеска се испадна дека правилен избор бил за мене. А тука кога искача првата песна, првиот хит? После колку време? Рутина ми е снимена сега како ќе му дое хронолошки. Рутина е издадена 2018, она е снимена Тоа е првиот 2016, хит, 2017. онака што удира јако? Да.
Аха, Јас не издавам пред тоа песни. Имам некои 2-3 песни што ги имам издадено, меѓутоа не допираат до широка Значи, прво маса. па машко усвари си удрил Да, и да, Рутина да, е реално да, да. преака и Да, да. опфатена од многу категории на луѓе. Не е да ја слушаат само деца или само рапери, него баш вака во уво. Имаше некој шмек Рутина на светска сцена, на светски поглед имаше Рутина. Јас слушав многу странска музика. Не дека не слушав наша, да, јас сум растен со музиката, не знам, на Легија, на Сладкар, на Сав, на Задаголот. Значи, сум растел со нивната музика, меѓутоа тоа ние кога го правевме во тоа време, мислам јас кога ја направив Рутина, веќе имаше некој бран на модерна трап музика. Тајга беше популарен. Да. Крис Браун беше доста популарен. Тогаш искочи Рик Рос искочи тогаш тој тип на музика, Maybach Music и сите тие фанови, жанрови и поджанрови. И србите почнаа тогаш со Да, таква србите музика. има многу јака сцена. И ова уствари беше, јас пратев еден италијанец, Капо Плаца се вика, италијанецот, едно младо дете, исто многу јак артист. Него го пратев и од него уствари ја добив таа инспирација, пошто ми звучеше како нешто многу блиску до Балканот, ама и многу европски и светски. Као измеѓу двата света беше. И го слушав доста, го најдов како артист и го слушав доста. И од таму ми дојде идеја да пробам, пошто он имаше таков концепт на песни, рефрен, цела строфа и рефрен. Односно на цел верс имаше и рефрен. Не е она класичен темплейт на песна, сега ќе идеме рефрен, дел. Па рефрен на крај. Не, ова беше пукање и Пуцање у еден да, стив. у еден Таква и стив. Рутина, у еден стив се пука се. Да. И најверојатно и тоа ги збуни луѓето, ги фати на препати и самиот текст во песната и самата песна и продукцијата и се што се случи со незе напред да испука на прва. Така да мислам дека баш ја имав погодено формулата за успеха, но и луѓето дадоа шанса и ме прифатија како таков, како што сум, како што искочив. И тоа беше клучно за првата моја песна што ја издадов под Urban Records да биде бум. Да, на пример, веднаш после колку време стига вториот хит. Извини, усари, правиш Рутина, невиден хит, удира јако и тука ти се отвараат визии, претпоставам. Да, имавме ние репетирани песни. Зелена, што ќе правам, ти се раѓаат идеи и ти Имавме сваѓаш дека веќе тоа репетирани ќе си. песни. Да, јас знаев. Јас знаев уште пред, мислам, знаев. Јас ја имав визијата за себе дека никогаш во животот нема да работам нешто што не сакам. Значи, да работам нешто што не сакам, нема да работам. Ќе се борам за тоа што го сакам и ќе направам да ми биде работа. Само ради тоа што знаев дека имам талент, го имам видено фрагменти од тоа, кај луѓе кога рецитирам фристайл кога правам, им ја гледав реакцијата, имав гледано од дете сум, значи баба ми од Америка ми викаше кај е шоуменот. Значи јас од дете сум забавлjač, ентертејнер, да. Звезда, Значи доаѓаат луѓе, јас бев првиот што ќе се качи на маса, ќе игра, не знам, ќе пуштат песна, ја ќе рапувам, Еминем ќе ми го пуштат, ја го знам на памет, Еминем на 8 години, на 7, ме разбираш, прво одделение, Lose Yourself ми ја пеам, јас ме разбираш. И тие моменти ми направиле кај мене чувство на самодоверба до тој степен, мислам, чувство на самодоверба, тоа е ми ја склопиле визијата дека јас би требало да бидам тоа и да станам тоа. Само треба да сум доволно упорен и помалку и лут за да успеам. А дали повеќе изгледот ти влијае врз самодовербата или твојот талент и сигурноста дека знаеш да рапуваш? За на сцена, зборам ети и за снимање спотови. Знаеш дека добро изгледаш, добро се носиш, тоа ти давало повеќе буст на самодоверба или талентот? Кај мене беше талентот, ради тоа што јас бев, пак ќе ти кажам, слабо дете, бев многу исушен, како да ти објаснам таков. И кај мене изгледо изгради некоја форма, некоја фит форма, тоа мускулна да, дефиниција. тоа да, не знаев тука веќе дека е Сигурно клучно. ти влијаеше, да, имаш знаев. сигурност во себе. Да, нормално, тоа секој пат кога ќе почнеш да вежбаш и кога ќе се направиш, кога ќе ги преминеш тие почетнички фази во теретана и во вежбање било какво и кога ќе направиш некое тело, само по себе иде самодовербата. Едно со друго идат врзани се. Јас во животот сум кажал дека и кога сум станал ова, јас не можам, мене денот не ми поминува без вежбање. Јас до ден денеска тоа ми е стартната точка у текот на денот. Значи идам, вежбам, па правам се, затоа што од таму го добивам после чистиот мозок и таа самодоверба да можам да седнам, да направиме подкаст, да отидам на настап. Знам дека изгледам добро, се чувствувам добро и спремен сум да ги завршам сите работи што треба да ги завршам у денот.
И да, веќе кога стигна моментот за рутина, јас знаев дека имам нешто во мене што никој го нема. И тука е репетирано, само треба да испука и го извадив и испука. И е склопна самодоверба, склопена мајндсет, склопена фитнес. Може да кажам дека 50% е склопна фитнес, заради тоа што таму идам да се избоксувам со моите демони прво, а после идам на микрофон да ги извадам. Да, ама прво таму идам да ги боксам, да. Таму идам да ги смирам и клучно беше да ја вежбам и да изгледам така како што изгледам и да правам добра и квалитетна музика за да успеам. Инаку кога се слушнавме преска со Таско пред да дојде, пола саат пред да почнеме подкаст ме вика чекај брат вежбам. Докажува дека е фанатик и дека не го прави тоа само за ден или за подкастот да изгледа добро, туку едноставно му е рутина. Човекот е рутина. Треба да се вика Таско рутина. Таско рутина. Презиме прекар некој. Да, имам некој план со рутина, ама ќе видиме рутина, мислам Рутина дека двојка? рутина 2 ќе има, да ја имам веќе, ама имам некој план за рутина како збор, затоа што мислам дека најубаво ме опишува. Трейдмарк стана поради тоа. Мислам, јас станав трейдмарк поради рутина. Првата песна ми беше мене рутина и луѓето до ден денеска ме препознаваат по таа песна и ме знаат. И мислам дека им должам нешто што би ги направило да бидат подобри луѓе и карактери, и во плане, во подготовка е само кога ќе биде ќе го најавам. Нешто многу убаво и што лично јас сакам да го направам за мене, а после тоа за сите други. Супер, како што идеш по патот по музиката и спортот, сигурно си имал некои моменти кај што енергијата, вајбот и самодовербата ќе ти паднат, дали после 2-3 години, после неколку песни, дали ќе се умориш сето тоа, дали ќе ти падне енергијата и ќе изгубиш смисла во процесот, дали се пронедам ова, дали грешам, дали претерувам, дали сум доволно добар у ова, се приспитуваш. Дали имаше таков психолошки пат што секој мора да го има? Сум читал и гледам подкасти на NBA звезди кои што доживуваат психолошки пат, кои што се врвни статистики, па они па јат. Можам да замислам, ние сме обични смртници. Многу е јако, да, многу ми е јако, знаеш зашто? Ради тоа што баш пред 3 дена имав некој таков момент кај што бев не правам веќе музика, ме уптепува, не можам веќе, ќе продам и опрема и све. Да. Ама не бев вежбан. 3-4 дена. Озбилно ти кажам, утре дента отидов извежбав, дојдов дома и викам на жена ми идам у студио ќе работам. Чекај, нели ќе продаваше опремата вчера, што би извежбав. Тоа беше муаветот. Тие варијации на карактер сите сме ги имале исто. Да, тука е најверојатно тоа фитнесот што ни го дава и тоа вежбање што ни го дава тој буст на самодоверба и допамин и убава енергија и нели изфилтрирана енергија, викам таа негативна енергија, многу луѓе изморен сум, не вежбам, не напротив идам пошто сум изморен да извежбам за да се напунам, да се напунам со енергија убаво да ми дојде. Ти оставаш лошата енергија таму за да привлечеш ново убаво. А во контекст на тоа ти што ме прашуваш како ми влијаеше тоа све, мислиш на база на натаму животот и кариерата како се градев? Ете првите неколку години дали осеќаш некогаш падна мотивација и да изгуби смисла за снимање. Да речеш, ова не е за мене. Еве пред 3 дена ти кажу. Пред 3 дена беше. Имало и тази и секогаш ќе има. Секогаш ќе има. Ќе се меша онаа несигурност. Да, јас мислам дека не постои човек кој што е 100% сигурен во себе, дека ова е успех, туку секој кој што е 100% сигурен е склоп на добар тим позади него и прави луѓе кои што знаат несебично да му пружат поддршка, ама и не се со маска. Зашто? Поради тоа што кога ти имаш многу тапшачи по рамо, тоа може многу да влијае на твоето дека јас сум многу јак сега, многу сум добар, да ќе ја бусне само до вербата, ама може реалниот свет не е таков. И климата не е таква за тие работи моментално, за кои што они те тапшаат по рамо. И битна работа е за твојата самодоверба да веруваш првично сам во себе, меѓутоа и да имаш тим од одбрани луѓе околу тебе кои што гледаат како е и да те водат. И ти кога ќе паднеш, они да бидат тука да ти речат чекај малце, ова не е така, ова е вака и може да го направиме вака и вака. И тоа е многу битно да го имаш околу тебе, затоа што јас кога сум имал тим околу мене, кога сум имал тапшачи по рамо околу мене тогаш ми се случува најголемите падежи во кариерата. Затоа што за сите беше јако ова, јако, стравувајки да не ме повредат, а најверојатно тоа било и
од самата репутација која што сум изградил и стравувајќи да не ме повредат, ме тапшале по рама, многу би било поубаво да ми кажат брат ова не е добро, не го прави. Да, Они најверојатно од стравот дека јас можеби ќе се наљутам или ќе го нарушат нашето пријателство, не би сакале да ми искритикуваат, а вака направиле многу поголема белја. Мислам, не ги окривувам нив, сам сум се крив за тоа. Несвесно сгрешиле. Да, несвесно сгрешиле. Другарски е да ти помогне, ама уште подругарски е да ми искритикуваш ако не сум во право. Јас цврсто стојам позади тоа заради тоа што ако ти ми искритикуваш дека не сум во право, и ако мислам ако низ твоите очи гледаш нешто поразлично и нешто што јас не го гледам, сметам дека е правилно да ми го кажеш и да ме насочиш, не да ме усмеруваш во другата насока кај што јас ќе рипнам у провалија. И мислам дека е тоа многу поправилно неголи да се тапшаме по рамо и да се јачаме дека сме најдобри, а нема врска тоа. Затоа е многу добро да имаме квалитетен тим околу нас. Кога ќе видам дека или слушнам дека некој кажува дека сам успел, многу ми е смешно тоа. Не. Тоа претежно ми се егоманијаци кои што се полнат со некоја фейк самодоверба. Нема опција како да успееш сам. Буквално јас кој си вратам филмот и за мене и за другарите околу мене и за други успешни луѓе, не памтам некој што стварно сам се изградил. Дури некој што мисли дека е сам, процесот што го проаѓа и луѓето што контактите што ги запознава и што му помагаат директно и индиректно се баш онака главни фактори за он да стане тоа што е. Дури јас тоа викам и тие луѓе кои што зборат од страна и кои што кажуваат нешто, можеби кои што кажуваат као хейтери да ги наречам, не се хейтери, тоа се луѓе кои што например не ја сакаат мојата музика, бе крај, и он ќе најде начин секој пат да искоментира нешто и да најде овакво. Дури тие луѓе се клучни за твојот успех, затоа што тие понекогаш се горивото што ти треба. Од сите ура, некогаш ти треба и за да загризеш малце поише кој што треба. И мислам дека секој човек си има клучна фигура во создавањето. И тоа кој ќе каже некој self-made, да, self-made си, да, си успел, ама не си успел сам. Ти можеби си self-made како личност и како карактер, меѓутоа успехот твој се должи на многу ситуации, луѓе и моменти кои што ти се случиле со луѓе, и поврзано е све тоа. И све е еден круг на енергија и на луѓе кои што кружи, кои што се клучни за твојот успех и за тоа да стигнеш ти таму кај што треба да стигнеш. Да, ако што спомна, ете, во некоја точка на вриење на популарност, како што се креваш нагоре, растат бројки, растат фанови, растат понуди, повици за настапи, дојдеш до момент на некоја голема популарност кој што можеби не си ја очекувал. Дали тоа ти влијаело на расположение у смисол сигурно дека ти станало некој терет, психолошки терет, самата одговорност, дали популарноста е напорна да се издржи, дали те направи тоа малце да се повлечеш, интровертен, дали ти стана преку глава од луѓе, сликање со фанови, настапи. Како ти реагираше тој момент на неочекувана популарност или очекувана? Да. Види, јас сакав да бидам, јас сакав да бидам слушнат, не сакав да бидам популарен во животот. И јас сакав да бидам слушнат и луѓето да сватат мојата приказна преку музиката. Со самото тоа што си слушнат, нели автоматски стануваш популарен и бараат настапи и насекаде си на 100 страни. Кај мене имаше еден ефект кај што не станав интровертен, туку станав безгрижен. Ама знаеш како она безгрижен? Не безгрижен као ми е гајле за све, тако бев. Ми е гајле за све, овие пари што ги имам, не ми се битни ова што го носам на мене. Не ми е битно, јас кидам ке у кафана, јас ке правам ова, јас ке седам со овие луѓе, јас ке ги частам овие, значи станав немарлив, како да ти кажам, значи немав контрола врз работите и не знаев на каде терам. Не беше спремен можеби на... Да, не бев спремен, искрено многу лошо влијаеше кај мене, затоа што трнав по некои патишта за кои што кога ги гледав луѓето како помал такви бев као овие се пропалици, а станав тоа од што се плашев. Значи буквално јас станав тоа од што се плашев и кога ќе погледнам назад можеби и требало да се случи, и јас верувам дека се случило со причина, затоа што ние на работа во животот не ни е случајна и се случило со причина за да ми изгради во овој карактер денеска што сум и во овој лик. Имено, јас имав тој период многу настапи, значи со два албума во тој период бевме многу жешки на сцена. Збори за пред короната сега. Пред короната, 2018-2019, веќе кога го правиме целиот Бранс Урбан Рекорд, имаме настапи секој викенд. Значи,
во самата околина, мислам во самото обкружување кај што настапуваш, нели алкохол, нели се многу други работи. Ке земеме, ке пивнеме, ке мезнеме пред ова, во кафана ке седнеме пред настап, ке се опуштиме после за време на настап. Значи ти си константно обкружен со некои лесни задоволства. Настапот сам по себе е уфоричен, динамично е, публиката те сака, значи ти зборам дека ние сме распродавале клубови, луѓе чекале надвор, не можеле да влезат. И тоа back to back било тоа. Тоа било петок, сабота, недела или четврток, петок, сабота. Тоа било напорно, многу напорно темпо. Ние имавме еден викенд, го памтам, настапувавме четврток, петок беше неработен, го настапувавме петок, сабота и недела настапувавме хуманитарно у Скопје. И бевме као, мислам дека беше Охрид, Струмица, Штип и Скопје. Извини, дали туку успеваше да тренираш во таково хаотично темпо? Не. По неколку дена паузираше? Не, да, паузирав. Ама успеав да наоѓам време за тренинг, ама не беше тоа толку константно. И тука веќе може би вака кога ќе видам сега вака ретроспективно назад кога ќе видам, можеби и тоа довело да јас влезам во тие бази на алкохолизам, да речам на некој начин да пијам повеќе, да влезам во светот на некои други работи и да ми станат после тоа дел од мене, место тоа ја да сум го извадил на местото кај што треба да го извадам во теретана и да го извадам со правите луѓе, со правата околина. Ама најверојатно тие ситуации и настапи и се почнаа многу да ми влијаат, пошто бев релативно млад, а доста популарен. Значи имав 22 години и доаѓам од, па ќе кажам, од некоја фамилија и семејство кое немало многу финансиски, наеднаш имам јас за викенд добра сума на пари во джеб, и имам кола добра, имам облека добра, луѓето сакаат сегде, луѓе се стикаат со тебе и ти мислиш... Да, сето тоа ти носи некоја еуфорија. Да, константно. Да ти носи еуфорија, плюс у тоа време неискуството и годините си Да, прават. немаше кој да ме научи. Немаше кој да ме научи да ми рече испреби се, сега ќе биде заебано, ме разбираш? Да, не постоеше таков човек да ми искара. Некако на тие настапи, ноќни настапи се тесно поврзани со алкохол и други пороци. Самата енергија на публиката ти дава некако огин да ти тоа го правиш и да мислиш дека така треба. Бидејќи на настап повеќето пијат од твои колеги до публиката, се забавува и некако те носи. Затоа на пример, за разлика од мене, ти си имал повеќе моменти, начини на искушенија. Си имал ситуации и полесно си подлегнал. Така да тоа го гледаме секојдневно кај различни луѓе и големи таленти. И сега дали пример алкохолот на сцена тебе ти го појачува талентот и како си поминуваш со алкохол, дали ти шкоди или ти прие или ти штети? Кај мене беше имаше некој ефект на хајп, на возбуда, на дигање на адреналин во моментот, меѓутоа ако не се дозираш, нели, клапнуваш. Значи, и во неколку ми се случувало во неколку наврати да клапнам на сред настап и сватив дека уствари не треба да пијам за време, односно пред настап. Може да се напијам после настап, може да се напијам 1 до 2 чашки пред настап, чисто онака, затоа што јас знаев пред настап да земам, не знам, флаша виски и да здрмам скоро до крај пред настап. Да се качам на бина, да све супер, ја не сум ама пошто виски ми беше go to пијачка мене, многу сака виски да пијам. И на бина утре дента ти можеш да пееш пак ако имаш пак утре настап. Ако си пееш, здровен. Ќе пееш, никој не те прашува, има време до вечерта, ќе витамини, ќе лупаш ацерола, пиев тогаш многу ацеролата ја форсав, не знам зашто многу добро ми влијаеше како суплемент. Како витамин С, ама како суплементација е некоја витамин С ацерола, не знам. Такви апчиња знам ги пиев. Да, по 2-3 апчиња, Red Bull и бам и вечерта со клин виски, то слалом. Нема време кога да размислиш дали е тоа вистинско право, влезе си у тој хаос, некој темпо. Да, и финансиски ми беше неиздржливо, затоа што јас многу сакав и да ги частам луѓето околу мене. Едноставно таков бев, тие пари мене ми беа, јас верував дека имав екипа околу мене, верував дека имам добри луѓе околу мене, дека сите тие луѓе заслужуваат поради тоа што јас сум успешен и они да имаат по нешто од мене. И константно беше тоа раздавање, расфрлување на сите страни. Дали јас кидам на настап, ќе бидам со едни луѓе, после ќе дојдам вторник, на пример, ќе биде, пошто ќе бидам слободен понеделник, вторник, среда. На пример, вторник ќе седнем у кафана, сметката е на мене, јас ќе ја платам сметката, ме разбираш, не сме никој да пипне ништо, тука сме, сите сме, банда сме, екипа сме. Меѓутоа со тек на време сватив дека тоа не било толку добро. И уназад, после тоа, оно си го зема данокот, веќе кога удри короната, после тоа, кога прекинаа настапите и се останато,
Тогаш сватив дека данокот го плаќам сега. Сега На кој јас сум начин? дома и доаѓа петок и мене телото почиња да ми бара возбуда. Мене телото почиња да ми бара настап, почиња да ми бара алкохол. И јас седнувам дома и пуштам музика, рокам и си пијам. Ме разбираш? За да го доловам тој момент и си правам хајп сам на себе и цело време константно е тоа. И веќе влага у некој лош пат и телото и мозокот и умот и веќе почнам да се затварам. А не знаеш у моментот дека тонеш? И почнав многу да се затварам. Почнав да се затварам у себе, почнав да бегам од сите, сакав да бидам сам. Интровертно. Да, многу интровертно почнав да го фаќам тоа. Иначе, јас сум човек кој што сака да прави муавет, јас сум што си ка хедониста, сакам да бидам со сите окей, сакам да си направиме муавет, уживам у животот, секој има различна приказна, обожавам да седам со луѓе и да разменим искуства, да видам ти низ какви очи гледаш, јас низ какви очи гледам да ти кажам, ме разбираш? Само така можам да станам подобар, јас не можам да станам подобар ако сум само ја и никој друг. Иако си дома затворен. Да, иако си нема дома прогрес, затворен, поготово никако. Дома нема ништо. И почна да ме јаде. Тоа со тек на време. Колку време беше у таква темна фаза? Па дур беше короната. Значи година, две. Да, тука ми се случи спонтаниот абортус со Наташа, тогаш девојка ми беше. Ми се случи спонтаниот абортус, тоа беа некои ситуации кои што ме испосекува на сите страни, што викам ја ме направија катастрофа цел. Имав тој период и некои домашни проблеми со моите. Знаеш, тоа беше време, брат, кога сите се затворија, не можеше ништо да се прави, сите прсна у мозок. И дали тие стресови проблеми ти ги регистрираше како мотивација или како депресија те бутна подобро? Како депресија беа така кај мене. те влечеа надолу. Депресија, како депресија. Не знаеш од која страна да фатиш за да излезеш. Да. И ја утеката ја наоѓав само во музика и во алкохол. Значи музиката и алкохолот. Таа фаза тренираше? Не. Значи правеше пауза сепак. Да. Немаше како да тренирам у короната. короната. Не работеа теретаните ги Да, не работеа теретаните, беаха одемек најголемите жаришта за корона. И вежбав дома, ај ќе правиш нешто скрекови, нема сака да човек да отиде, сака да искочи на ке вежбав, памтам тогаш тоа период. На ке искачав, убаво ми беше да тренирам, ама лупот на кога ќе дое ноќта и кога сите мисли ќе се соберат и она цел ден и што се десило пред тоа и како ќе се одвива и кога ќе почне да работи мозокот, ми беше многу лесно да ги изгасам со буп и музика гласна. Значи да ги стишам беше само да ја појачам музиката и да пијам. И ставаше под тепих проблемите. Да. Секој и проблемите уствари не се решаваа. Проблемите беа само под тепихот. Ката ти ќе искочиш, да. Ти ката ќе искочиш и тепихот ќе ти ја покрие вратата, ќе не можеш да ја бутнеш вратата утре. Од тие проблеми. Такви фази кај што ставаш под тепих и мислиш дека ќе исчезне тоа, дека некој ќе го исчисти тепихот. Да. Нема ти мора да си чисти. Животот кога ќе окрене тепихот, дека планина си собрал. Да. Си викаш од кај да фатам сега. Да, не можеш вратата да ја отвориш. Ама битно е да фатиш, не е битно кога. Ова е многу битно, сакам да го кажам за луѓето, затоа што луѓето мислат дека касно е за да се променат. Промената може да ти биде тебе во рок од 2 месеци, 3. И после да живееш квалитетен живот и да живееш живот кој што не си го живеел пред тоа, со полна плуќа, со многу расположение, со убаво расположение, со убави луѓе и со многу поубави работи во животот, него ли тоа што си ги имал пред тоа. И никогаш не е касно. Дали е 40, дали 50 години. Значи, ако сакаш нешто да го направиш, направи го. Ако мислиш дека е добро, ако сметаш дека е добро за тебе, направи го. Значи, зборам за позитивна промена, не зборам за лоши работи. Зборам за позитивна промена. Да воскреснеш као феникс, буквално да се препородиш. Затоа што кај мене алкохолот беше некој утупуваш на емоциите и после сватив дека емоциите не треба да ги утупуваме. Емоциите се тука за да не научат, емоциите се тука да не дигнат, емоциите се тука да не спуштат и например кој ќе не спуштат да сватиме колку е убаво кога ќе се дигнеме, затоа што ти без лошо нема да знаеш што е добро. Без дното нема да знаеш како изгледа врвот и вајс верса, ме разбираш, од врвот кога ќе се спуштиш на дото, ти ќе речеш и чекај малце, убаво беше на врвот, дај да пак да пробам да се качам. Го знам патов каков е. И сите тие работи се клучни за ти да знаеш како да ги изрегулираш останатите работи после животот. И јас сметам дека тоа што се случило си има случајно со причина и не жалам за ниедна работа што ми се случила, ете, едноставно во тој период така сум функционирал, тоа сум го правил и било лекција, никогаш пораз.
Значи секогаш е лекција, никогаш пораз. И никогаш не е касно да се сменат луѓето и да целат кон подобра работа у животот и подобрување на себе. Никогаш не е касно. Да, промената е болна, али мора да се случи. Боли, повеќе психолошки боли, отколку нели стварно што боли и физички. Процесот на промена е стварно тежок и на телесна промена, вежбајки, и на кариерна промена, боли кога си зафатен, кога немаш време за себе, за другите. Не се комфортни тие, али се клучни за раст во секоја сфера. Така да ми се свиѓа што браво што си real talk човек што збори отворено, можеме само да помогнеме некому и да упатиме порака. Бидејќи 90, сега да не кажам 90, не мора со бројка да идам, голем број на луѓе имаат многу потешки пороци од тебе и сериозни животни проблеми, ама не ги кажуваат и изгледаат розева во очите на околината. Ние кога ќе изнесеме тие проблеми, знаеме да сме осудени, али тоа па ги вода кога ќе подобриме многу животи со нашата лекција, небитно е кој ќе те осуди. Буквално. На прв пат си така да и се ме интересира што било главен шамар и главен прекин на целата таа работа. Например, секој различен има, секој од нас има различен шамар што не освестило за да скршнеме на лево на десно. Кај мене беше Што ти беше удар да те потсети дека чекај, вака ова не иде, застани, не сум на добар пат. Кај мене беше син ми прво. Значи прво кога се роди Лукијан, беше првиот момент на освестување, ама беше и првиот момент на шок. А сега ќе ти кажам зашто, затоа што беше мојот сега ќе станам татко. Морам да бидам пример, поготово јам сега пошто имам и ќерка, нели машко дете, он ќе гледа. Да, денес е роден ден. Денес дур снимаме и е роден ден. Ќе имам син, ќе треба тој син да гледа каков маж ќе постане, затоа што првиот допир со маж и со она каков маж треба да биде си му ти, како родител и како татко, ме разбираш, како машка фигура во неговиот живот. И бев као, не сакам да гледа некој човек кој што е слаб на лесните работи, кој што стварно го привлекуваат лесните работи, не. Меѓутоа, од друга страна ми удри шокот од татковството. Чекај малце, како јас ќе придонесам за ова дете, како ќе направам пари, како ќе направам подобар живот, дали јас ќе можам да го направам тоа све. Ќе те разбуди. Да. Ме разбуди, ама ме шокираше. И тука имаше некоја, ама пак беше климаво. Ти зборам, таа првата година беше климаво, многу климаво беше. Ке пијам, ке ова, ке она, ке заглам, баба, ама ке вежбам. Пак ке пијам, ке ова, ке она, ке заглам, баба, ама пак ке вежбам, пак ке се вратам. Иди back and forth, се боксавме многу долго време со дисциплината. И он ми беше првиот чамар, ама вториот чамар беше ќерка ми. Вториот чамар, она се роди септември, 26 септември, а ја 1 јануар прекинав да пијам. Значи, она имала 3 месеци, јас не имала ни 3 месеци кога прекинав да пијам, кога ставив крај. Преку ноќ крена рачна? Да. Точка, ставив крај, не пијам веќе. Многу пати го јам кажувано, ама не сум го испоштувал. Било тоа недела, 2-3, ама не сум го испоштувал до крај. Кај ќерка ми, уствари, јас сватив дека сега тука имам друга, освен тоа што треба на едново човече да му објаснам како треба да стане добар и дека работите кои што ги сака не се лесни, односно работите кои што треба да ги има не се лесни и ништо лесно не доаѓа во животот, тука имам уште едно човече сега кое што треба да, кое што ќе гледа во каков профил на маж ќе биде маши. Ме разбираш? Ако она гледа дека ја мајка и не ја сакам и не ја почитувам, и ако она гледа дека јас дома се расправам со мајка и дека јас како сам себе не се почитувам, не се грижам за сам себе и за нив, она најверојатно ќе мисли дека и таков маж треба да има. Да, ќе гледа репери пример преку да, тебе. И ќе мисли дека тоа е нормално. Или може да се случи, извини, да има голема одбивност од таков да, маж. или одбивност. А тоа ми е мене најголемиот кошмар, децата мои да имаат одбивност од мене. Тоа ми е несмислено. Јас не сакам моите деца да бегаат од мене. Напротив, јас сакам да сум пријател со нив, и другар, и идол, и рол модел, и дури ја мислам дека и кога ќе имам 70 години работите што ќе ги прават, они ќе гледам да ги пратам кај да се, дали да трчаме на водно да идеме, дали не знам да скијаме, да пливаме, да правиме нешто, јас ќе гледам да се држам со нив само за да им докажувам дека се уште можам до последниот здив, затоа што не сакам да гледаат во човек кој што се откажува. Не сакам да гледаат во човек кој што се откажува и не сакам да гледаат во човек кој што ќе паѓа на коленици при првите 2-3 удара од животот. И тука веќе беше моментот на почна да растем и сам јас тоа си го направи во главата, она
Она само се роди, ме разбираш, меѓутоа тоа во мојата глава беше, ако не застанам сега, нема никогаш да застанам повеќе. Сега ми е шансата, затоа што Луќан ми удри еден шамар и Киријан е вториот беше. И 1 јануар беше, 31 декември, славевме нова година кај мене дома, ука-бука цел ден од 5 попладнето, почнавме се запивме вам. 12 дојде си честитавме нова година, ја продолжив, Наташа си легна со децата 12:01, ми вика не се враќај у 7 са бајле, викам добро, нема да се вратам у 7 са бајле, ќе дојам на кај 3, ја си дојав у 7 са бајле, ме погледна само, ми рече до кога вака и реков од денес прекинувам да пијам. И викам као, и ми вика као, 100 пати си го кажал ова, пошто она не пие, ме разбираш, она не гледа задоволство во алкохолот, не гледа задоволство во ниедна таква работа, она единствена работа што препуши цигари, тоа е, и кафе што пие, едноставно. И У тоа време дали имаш настапи? да. Значи после нова година си течат настапи? Да, си има настапи. решаваш Тоа да пред нова прекинеш? година има многу настапи, рачуне таа празнична еуфорија, поминувам некои десетина настапи, ги рокам бам, нова година доаѓа, после нова година, како доаѓа 31 декември, ја доаѓам у Сум Сабајле и викам не пијам веќе. Како не пиеш, ми вика 100 пати си го кажал ова, ме разбираш, ајде сега, кој пат е ова. Викам ќе видиш, викам дека од денеска не пијам. Добро, ако си сериозен, вика, јас ќе те поддржам. Вика, знаеш дека те поддржувам секојаш, ќе те поддржам. Ако мислиш дека тоа е правилен избор за тебе, стварно терај, затоа што јас ќе ти видам првиот ступ на поддршка што ќе ти ја дае за тоа. Поминува 1 јануари, ја уште сум хенговер од претходниот ден, ме разбираш. Ајде, не пијам тој ден, втори поминува, трети доаѓа. Доаѓаат празниците, нели, бидат Бадник, Божик, сите оние убави христијански празници кои што се. Јас почнувам да идам во црква, почнувам да идам на литургии. Прв пат во животот тогаш? Па сум идал пред тоа, ама некои 4-5 пати дали сум отишол на литургија, не сум идал пред тоа толку. Често верата сум ја имал само како јас сум христијан, името ми е христијанин сум во вера, и идам палам свеки и тоа. Рутински. Да, И тоа, да, баш така, онака чисто едно поштовање према верата. Иако ги правев и почнав да навлагам полека во верата и пред тоа некој период, заборив да ти кажам, и пред тоа некој период веќе почнав да имам срам. Да имам да барам прошка, идам во црква, нели си се молам и си барам прошка за она што сум го направил за време на викендот, сум пиел, сум ова, сум она. Знаеш, некако не си својствен за христијанин ти. И доаѓаш во црква и веќе ти е срам од тоа што си го правил. И тоа и плюс овие сите други работи, убавите празници кога дојдоа, све ми направи да се чувствувам јас поубаво во верата и во црквата и во Бога. Идев на литургии, ми се свиѓаше целата енергија, ми се допадна сето тоа. Празниците ги поминав без пиење, после тоа на другар на кумот мој му се роди ќерка исто. Уште една причина за пиење. Уште една причина за пиење, не пиев ни таму, ќерка ми ја крштевавме, не пиев ни таму. Чим јануар човек го помине без Да, пиење, да. јануар е Да. и декември тоа Свети Никола празници. Не, чим декември тука го поминеш, истуркав, 1 јануар веќе толку, дигнав ручна. И да не пише извери на статус New Year New Me. не, Тоа го пишува. не, тоа ми беше многу клише, ама стварно Много беше. клише, Ова да. стварно се исполни. Кај не го мене збориш, стварно ама го се- направи. да. И се случи, после тоа пости великденски имаше и некако не сакајки почнав да постам со Бобанчо. Бобанчо ми беше еден од исто од главните луѓе кои што ме водеа низ кои што ме поддржуваа низ целата оваа работа. Поздрав до Боби. Да, поздрав до Боби, стварно. Многу го сакам. Многу го сакам, стварно многу го сакам, затоа што на многу прост начин ми кажуваше работите. Како пошто он како спортист, знаеш како го гледа тоа на мене како ништо да не е ова. Дека јас пијам алкохол, ме разбираш, тоа за него е не постои алкохолот како ако он знае да се напие понекогаш и тоа многу ретко, ама една чаша е тоа кај него и крај. За него алкохолот не представува проблем. Кај мене беше проблем. И со него идевме заедно, вербата во Бог, духот ми се зајакна, самото тоа почна да следи, мозокот почна да следи, телото, почна да ми се случуваат многу убави работи или најверојатно почнав да ги приметувам, поради тоа што не пред тоа не ги приметував. Сега многу сум благодарен. Пред некој ден баш во продавница ме праша продавачката, ми вика, како си мајче? Нешто 11 сат беше вечерта, идев купував млеко, како си мајче ми вика? Викам да ти кажам искрено, уморен ама среќен. И вика, како вика уморен ама среќен, вика, нели, или ако си уморен, знаеш, вика ти се спи, е малце нервозен, ке си. Не викам, среќен сум. Среќен сум што имам привилегија да можам да бидам уморен.
Значи Баш. сум привилегиран сум да бидам уморен. Од Имам нешто шанса. квалитетно си уморен. Да, имам шанса да бидам уморен. Замисли некој не може да биде уморен. Нема од што. Разбираш? Или нема шанса, едноставно можеби е нели не може, скратене, да речеме, инвалидитет, да речеме некој не се разбудил тоа утро, немал шанса да биде уморен. Јас сум привилегиран што можам да бидам уморен и сум среќен поради тоа. И да го работиш тоа што го сакаш, тоа Да. е пресудно за Да. се. Ali ете се навраќаме благодарноста, стално ја зборам. Јас од кога почнам да потенцирам и акцентирам на дневна база благодарност, мојата среќа е пута 10 од претходно. А пази, ништо посебно немам променето и се немам збогатено спиритуално, да, емотивно. Се немам сменето како статус од пред 2-3 години кога не сум бил толку благодарен, односно сум ја занемарувал таа тема благодарност, сум ставал можеби акцент на и црните работи, а не сум ги гледал толку белите работи и нормално, ќе се нервираш, ќе си под стрес, па анксиозност ќе ти следи. Си приметил, баш тоа ќе ти кажам, си приметил, например, кога си благодарен и кога ги гледаш работите, најситните работи те прават многу среќен. Ситните, да. И ти не можеш, да, ти ќе се изнервираш, да, има моменти кај што има пат, ама тоа е многу минимално. И тоа многу кратко трае. Тоа многу кратко трае. да, И да. тоа е утекот на денот, саат, два дали може да потрае и после пап наоѓаш пак некоја срекна работа, затоа што е когниција, визија, е перцепцијата е тоа. Ти текно ги гледаме работите и сега во секоја ситуација имаме црно и бело. Апсолутно, на што ќе му даеш акцент? Тоа ќе Например, расте. Јас лично претпоставувам и дека и кај сите е така, за да бидеш благодарен и среќен на високо ниво, мора да си одвоиш време за себе у денот. Кога сум во хаос и во гужва, претпоставувам и ти и на настап, немаш време некако да изразиш благодарност. Во моментот си хаос и не посветуваш внимание на себе. Али, например, лично јас, мене ми ја смени игрицата, пример, пешачењето на кеј или на водно, ама сам да сум. Кога сум во друштво, го немам тој вајб, али кога сум сам, слушалки на Рефлексија, уши, имаш време за повеќе го рефлектирање. гледам како ментална терапија, Да, отколку да, калориска потрошувачка саатов, што Исто. ќе ми покаже 300 Исто. или 600 калории, не дека не ми менја на форма, ми менува на концептот на диета и форма, али се пуштам сам и јас тука изразувам целата благодарност. Особено наутро, 6-7 сабајле кога светот спие, повеќето нели спијат, тивко е, некако влагаш длабоко во себе, или ќе слушам некој добар подкаст или некои благодарности на YouTube, ти се менја денот. Нема да успее никој да ти изнервира. Не. Значи спортот и таа активност сам со себе може да ти даде многу повеќе од колку било кој диазепам, лексилиум или сега не ја поценувам, работата на психологот е врвна Не, и не, е не, потребна, али зборам онаа работа сам со себе мора да изработиш и после на психолог да отидеш. Многу е битно рефлексијата да си ја видиш сам на себе, кога ќе се видиш во огледало, да го прифатиш тоа што го дава огледалото. Затоа што ти ако не го прифатиш, пак ќе кажам, си правиш лажна слика за себе и визија и тука е проблем. Значи, тоа што го гледам во огледало, тоа е добро, дај да работиме на ова. Дали може да го промениме или дали може да го тргнеме од нас затоа што ни смета. И многу е битно да си реален со себе. Само Клучно. така можеш да Клучно, бидеш. да ги детектираш твоите мани и слабости, да си ги признаеш, еве ти јавно ги кажеш, што е многу здраво. Да. Обично тој што ги става под тепих маните и егото, тука настанува проблем. Јас немам Ако- страв за тоа, знаеш зашто? Од проста причина што знам дека ќе има луѓе кои што ќе најдат причина и за тоа и за ова. Пак ќе кажам, кога ќе врне дожд, тоа не значи дека е лоша работа дека врне дожд. Тоа помага на тревата да расте, на дрвата да растат, ме разбираш? Така да дождот не е лоша И се работа. спие добро на дожд. Ете ти. Значи пак може да и да се изнервирам, врне денес не можам ништо да направам вака, така или може да направам и врне денес, види ќе порасне трева, ќе порасне дрва, ќе се наводни, ќе олади време омалце. Перцепција. Све тоа како ги да. гледаме работите, тесно врзано, емоциите ни се тесно врзани со погледот на светот. Да. И Али ете ти си имал, например, доста причини. Прва причина е одговорноста кон себе, одговорноста кон публиката, тоа е реално голем притисок за да се смениш, да не разочараш некого. Да. Си имал одговорност и си стоел до Дефинитивно. зборот, одговорноста кон женати, не можеш нали да расипеш вечно односот да ти биде таков Да, или да. алкохолизирана состојба, одговорност кон децата било вајда главен тригер. тоа било И најглавното. тоа ти да. направило шатдаун на претходниот живот. И интересно е што ете веќе година дена, скоро колку 10 месеци, Да, 10 немаш месеци. пробано, а пред некој ден се видов и на отварање на некој евент, не Да. пиеш, ми кажа дека поминуваш ете мекици, слави, родендени без алкохол. Да. И сваќаме дека можеме да функционираме исто, па и подобро. Дури без подобро, алкохол. за мене е подобро. Мислам тоа е пак објективно, односно субјективно. Меѓутоа од човек до човек зависи. Кај мене на пример сега многу повеќе енергија имам и немам,
Го нема оној момент, знаеш, кога пиеш, па ќе ти се приспие или ќе почне да ти се врти, па чекај сега ово, не. Сега сум, прославата е таа, луѓето пеат, се веселат, јас пеам, се веселам, кога ќе завршено е толку, чао, сидам дома, легни, спи, стани, сабајле, терам. Разбираш, а енергијата е иста. Дури појако си поминувам, и тоа што сум свесен и баш уживам во целата, не ми е умот поматени, емоциите не ми се поматени од некои стимуланси, туку едноставно уживам во моментот. Свесен си и трезен, побистро ги гледаш работите. И реална емоција е тоа. Тоа е реалната емоција што имаш во моментот. Тоа не е никакво, не е стимулирано од ниедна супстанца. Да. И утрата се многу различни. Кога си трезен, ќе си легнеш, ќе се наспиеш. Да. Утрата и мал сон е доволно. Значи да речеме 4-5 сати некогаш е доволно за да се ресетираш, да станеш, да завршиш работи, а после пак да легнеш. Замисли ти кога ќе пиеш, кога ќе претераш, да легнеш 5 сати да имаш време, а секако заглавуваш, ме разбираш. У 2 да легнеш, да треба да станеш у 7, тоа ти се 5 сати, поготово под алкохол, телото под притисок, ти кога станеш, не знаеш, така и тие хормони се изреметиле, телото прави милион процеси за да го изфилтрира тоа ти све што си го ставил во телото. И уствари телото не спие, се бори утекна цела ноќ. Со низок имунитет, да. Се бори преку цела ноќ дури ти спиеш. Оно работи напорно дури ти спиеш. Значи ти не спиеш, тебе не ти одмара телото. Во ниеден момент, уствари тебе телото ти е демолирано. Да, под газ цело време врти, за да ти го избаци тоа, за да те направи тебе делимично нормален кога ќе станеш од спиење. И тоа не е убаво. Тоа хормонски прави многу голем дисбаланс во телото и ги пореметува работите. Епа баш тоа често гледам секојдневно крвни слики на клиенти кои што дел од нив, може и повеќе од пола, бидејќи работам со рекреативци кои што имаат дали ноќен живот, дали работат со ноќен живот, дали работат друго, па се БМГ и слично. Да. Зборам луѓе кои што редовно конзумираат алкохол, па и други супстанци, кај да кажам 99% од нив крвната и хормоналната слика е катастрофа. И се луѓето што се навлезени во тој процес и у таква темна фаза, никад не да слушнат за последиците што ги носи алкохолизмот, обично или ставаат под тепих или не сакат ни да им зборам на таа тема. А некој што сака вистински промена, ме слуша и превзема. Али малку се луѓето од акција. Луѓето сакаат комфорт, сакаат допамин. Мислам не само другите, него и ние. Како луѓе сме дизајнирани да сакаме брз и лесен допамин, сакаме да пливаме у комфорт, не ќеме никаква мачнина, не ќеме дискомфорт. Тоа е заврзано во нашата карактерна Мора да го сменат мајндсетот. Мора да го сменат мајндсетот, али тој на пример што живеел 20 години со никотин, алкохолизам, наркотици, кај него му е многу тешко или треба да има многу сериозна причина за промена. Ти не си го правил тоа 30 години, али ти си имал удар на темна фаза и ти изреагирал, ама многу брзо си се освестил. Свесност, литургиите помагаат премногу. Те конектира со Господ, те конектира со благодарност. Духот е стануваш трезен и свеж за последици и затоа си бил одговорен. Али како што кажав, повеќето луѓе што конзумираат такви супстанции и алкохол имаат пренизок тестостерон. Гледам на крвни слики, дури да имаат среден или висок тестостерон вкупен, оној што е фри тест, слободниот тестостерон има многу низок. А кога ќе имаме слободен тестостерон низок, тоа исто како да имаме вкупен низок. Бидејќи не е биоактивен и не е искористлив, џабе да имаме такви бројки на хартија кога не ни вредат. Тоа е кога имаш пари, а дома не знаеш кај се. Ама не знаеш кај се. Се ги параш и никад нема да ги најдеш, а викаш имам пари, само не знам кај ми се. Дај ми пари немам. Така и со ова. И сакам да кажам, холестеролот, триглицеридите и липидниот статус има катастрофа и некојаш треба да ги уплашам или доктор да ги уплаши со некој по-ригорозен збор како смрт или не знам, животот дека ти е опасно, проблем со органи, рак, ово, да, дисфункција на органи и ако добро ги уплашиш, тогаш сваќаш дека карактерот тоест дека пороците може преку ноќ да секнат ако ги сплашиш. Тоа значи дека му се раѓа одговорност, му клика си личката и си вика, аха, ја ќе умрам, децава без татко ќе ги оставам, прекинувам. Има некој на тоа не реагира. Регулаторот на хормони нели во телото е генерално нели јетрата, џигерот за инсулини за тие работи. Хипофиза, џигер има многу жаришта на хормони. Да. Ама на пример и алкохолот, првиот филтер нели се бубрезите и џигерот. Значи и тука се случува тој момент на тоа хормонално дисбалансирање. Па после тоа да речеме дека желудникот лачи киселина, диметил се создава кога диметил алкохол некој таков се создава, имам читано за тоа. Тоа е уште поопасно од алкохолот кога ќе влезе во желудникот. Значи тоа е уште поопасно супстанца, уште поопасна. Мелатонинот,
хормонот за спиење се пореметува ради тоа што телото не Немаш може сон да во REM заспие, фаза. нема сон. Тестостеронот се намалува со самото тоа ти што немаш сон добар и немаш добра исхрана и добар биофлора у самиот тренинг. стомак, желудник и тренинг, тестостеронот сам. Значи, со самото тоа ти што ќе седнеш денеска да пиеш у кафана, не седнеш само да пиеш. Седнуваш да изреметиш неколку клучни процеси во твоето тело. Ме разбираш ама луѓето не гледаат на тоа така. Јас седнав денеска, чуруче, ово она дај да пивнеме, да каснеме. Да го гледаат така, дека он пореметува многу клучни работи во неговото тело. Тоа е исто како, не знам, како сега да му речам, ајде седни и изеди кило песок, ме разбираш. Зашо? Нема да го јадам. Па јади песок, ајде, изеди го песокот да видиш што ќе ти се деси. Ќе се гушиш, ќе те удаи, ќе ти направи проблеми, не е храна, не е ова, не е она. Разбираш, клучни работи се пореметуваат и клучни како да ги кажам, процеси во телото се изреметуваат. Треба на алкохолот да пишува отров или цианид, за луѓето да сватат дека е отров. Тоа е сериозноста на Мислам, јас немам ништо против тоа луѓето да пијат или не знам што, ама имам против да се уништуваат со пиењето. Имам против затоа што кај мене реагирало така, имам против да го прават тоа и поготоа на младите деца. Сакам да им кажам дека е кул да си здрав, кул е да си спортист. Многу добро кажа, извини. Да. Ова е клучната реченица. Кул е да си здрав. Значи, тоа е предобро кажано. Бидејќи луѓето, особено младите, сметаат дека си одредена фаза у животот, тинеџерството, сметаат дека си кул ако си различен, опасен или ако си под дејство на дроги. Не, кул е да си здрав, да си фит, да си убав, згоден, самодоверба да имаш, да учиш школа си кул, да јадеш здраво и да пиеш суплементи и баш да си онака јунак. Да, јунак, да, баш јунак. Значи да си кул е да бидеш спортист. Значи јас памтам и во моите тинеџерски години кога сум бил, па спортистите биле најкул ликови, брат. Фудбалерчиња, кошаркари, ти тек на ониде на тренинг си има рутина, знае што треба, убави девојчиња околу нив цело време. Ние сме биле, багабонти сме, ама влечеш багабонти со тебе. И влечеш багабонти со тебе и таква енергија, ме разбираш, тие луѓе ги влечеш. Они секат спортот, пап, си иде на тренинг, јаде здраво, добро јаде, убава енергија, убава околина околу него и сега ги гледам на пример дека тргнали станали успешни спортисти. И ги гледам вака и мене ми е стварно мило и драго, затоа што стварно е кул да си спортист. И кул е да си фит, и кул е да си здрав и прав. Значи не е кул да не си здрав. Мислам, според мене, кога ќе го видам тоа денешна гледна точка, кога ќе видам, може би се фатил за уво сам и она заушка би се удрила и глуп. Не ги прави овие работи, вежбај. Ти сега не пренесуваш туѓа мисла, пренесуваш искуство. Искуство. Затоа вреди да се каже. Да, искуството си го пренесувам. Да од Google, од што кажал Дарок, станува 5 камери, ама друго е да го искусиш тоа и да видиш дали е добро. А иначе дејството и таа штета што е прави алкохолот низ организмот при влез и излез во системот, доволно кажува тоа што утредента после пиење, пример, или вечерта, доволно многу повраќам. Јас лично не знам ти дали повраќаш кога пиеш. Ја многу ретко пијам, многу ретко. И тоа кај мене пиење е баш на 2-3 пијачки. Прелесно ме фаќа дека ретко пијам и ме прави дрво, 2-3 пијачки. Па не ти е токсицирано телото, морам да не ти е отруено. Ми е многу чиста крвта, мала токсина, телото ми изфрла и ми вика не е ова за тебе. Знаеш, кога храна, тоа ми е чудно кај луѓето. Кога ќе изедеме некоја лоша храна, со силна токсика, ја повраќаме, тоа не плаши, идеме по доктори, се тресеме, леле белја, ќе умрам ли. Ако ги повраќаш од алкохол, си викаме ние луѓето, па добро бе, пиев, повраќав, као не ништо нормално. Не од кебапите му. Да, од литро виски, од тие семките што ги грицкавме. А тие кебапите вика нешто сумљиви ме беа, он лупнал литро ракија и литро вино. Не, до ракијата, пошто чиста е струмичка, а овие индиски еве се сумљиви, може од Индија додека дојат. Да, знаеш што помина дрог седи. А пример некој кој се нашпрка, кој се напие, утредента на делириум, на може на инфузија да отиде, ама тоа е нормално на токсикологија бидејќи си прошол добро, има добри спомени. Ама тоа ти кажувам јас, тоа се тие лесни задоволства кои што многу се лесно достапни и најверојатно луѓето некад прави тешки работи. Ама озбилно правите тешки работи. Значи секоја тешка работа на крај има многу убава награда. На крајот стварно е убава наградата од сите тешки работи. Значи што и да е тешко е многу убава наградата на крај. А се што е лесно е многу лошо на крај. Казна е. Значи, јас тоа некако го имав стајано во една песна, сега што не знам дали ќе ја извадам.
Дали ова е почеток на нашиот крај, зашто патот до пеколот изгледа поплочен ко рај? Перфектно кажано. Разбираш, дали ова почетокот на нашиот крај, пеколот и патот до пеколот е поплочен ко рај, затоа што све е многу убаво и све е многу фино и све Ако е ама те прелесно, носи у не чини. пропаст. Да. Дефинитивно. Прави тешки работи. Само тешки работи правите и све ќе Така биде и тоа со што пари треба. прајање, ако некој ти нуди 100.000 евра за една недела, знаеш дека е скем, дека е Нешто- превара, нешто ќе има те тука. сотре тој човек. Нешто има тука. Да. Исто многу добри реплики кажа и баш е така како што кажав, од искуство ги кажа и менуваат. Да. И сега, например, ти си неколку месеци и чист, и трезен, и попаметен, и поуспешен. Како што кажа преска, ти Да. се случуваат нови убави работи Да. и допрва ќе ти се случува. Не само со вербата кон Господ, туку и со твојот мајндсет, и со твоите настапи, и со твојата креација. Кога си под дејство не можеш да креираш. Претпоставам дека не си бил толку јак креатор, како кога си бил фокусиран и трезен. Да, знаеш како, кај мене беше еден момент у студио, например, кога ќе седневме за да се опуштиме, ќе пивнеме по нешто, вона ќе се фрлиме и ќе почнеме да рапуваме. Тоа беше од, да речам, од тие најрани денови мои тинејџерски, кога ќе сме седнале на клупа и кога ќе пиеме и фристайл ќе се фрли, и рими ќе се фрла тука некој, и така се функционираше. Имав проблем од кога прекинав да пијам, да креирам, знаеш зашто? Затоа што мене телото ми беше навикнато така да работи, да функционира. И после имав проблем трезен, како сега ќе пишам? И одма у старт, значи на самото креирање починам да пишам и правам, чекај, како? И како сега ја да пишам текст? Немам стимуланс ја у мене. Се кочиш. Да. И после сватив дека уствари единствена работа што не треба да ја потиснаме емоцијата, единствена работа што треба да ја направиме само да ја оставам таа емоција да си го каже своето. И ќе искочи нешто. Тоа не мора да значи дека мора тоа да биде хит и дека треба да биде извадено, ама мора да биде кажано. Мора да биде извадено од мене, од устата моја да биде снимено и да биде кажано. Тоа мора да биде. Дали тоа ќе биде социјална тема, дали тоа ќе биде некоја тажна тема, дали тоа ќе биде некоја многу радосна тема, дали ќе биде тоа некоја комерцијална песна, не знам. Ама знам дека морам да го извадам од себе, во моментов ми тежи и ќе го кажам. И почнав така го штелувам мозокот. И во првиот момент кога ќе дојдов до блокада, само си викав, не си ти тој човек, ти не си веќе тој карактер, ти веќе не си тоа тело и тој ум, само продолжи. 15-20 минути ќе се изфокусирам, ќе пишам, ќе избришам и влагам у флоуто. И веќе кога ќе влезам у флоуто после. Заборавам и да јадам, заборавам да јадам. Дома го Заборавам правиш да тоа во студио, каде? Студио. Во Имам студио? студио моја, да. Тамо си претпоставам сам креативен, Да, се да, затвараш и сам. тоа е твое дувло. Да, баш Многу буквално е сега. битно да имаш такво прибежиште. Имав дома, ама веќе од кога ми се родија деца не можев дома веќе да го правам. Тоа ти текно викаат, се дерат. Например, ноќе па ја не можам да снимам пошто спијат они во друга соба, пак ќе се слуша, ќе се тропа. Ама сакаш и да се осетиш по-професионален, да имаш студио, Да, како друга нормално. е енергијата и Јас мислам, кога идам во студија, например кај Вајо, кога ќе отидам во студио или кај Лазе или кај било кој друг продуцент, они си имаат студија, да. Ама интимата кога имам сам, оној баш најинтимниот дел што можам да го извадам сам, никој не можам да го извадам пред никој. И така настануваат тие песни како Воскресение, така настанува песна како Листот, што извади Флани за мојот роен ден, например, кај што си правам муавет сам со себе, на таа песна си правам буквално муавет сам со себе, со својата подсвест си правам муавет. И тука искачаат тие стихови, тие песни. И затоа го направив, земав едно локалче кај мене тука во Мало Исток, кај мене си го опремив полека, си го правев на тенане сам, акустика, опрема, све си го средив, сам си го направив и функционира. Функционира, многу добро функционира. Мислам, прекрасно ми е кога ќе седнам таму, ти викам дури заборавам да јадам. Телефонот ми е на страна, си дав такво правило исто, кога ќе влезам во студио дека телефонот го фрлам на страна и не го пипам. Едино некој ако ми задзвони, иако е хитно, иначе да седам ја на Инстаграм сега да гледам или да чепкам нешто, не. Во студио идам стрикно за креатива. Дали ќе работам музика, дали ќе работам на визуализација за спот, дали ќе работам на концепт за албум, дали ќе работам песна за некој друг или било што, јас во студио идам да креирам. И ми требаше време за да го направам тоа, меѓутоа го достигнав тој момент, сега кога ќе влезам во студио, го фрлам телефонот и се заборам. И сега во студио место чашка, што имаш тука, вода, суплементи, Нема да ја рекламирам водата. Имам вода, да. да не станат И пијам- гиганти ако ги изрекламираме ќе. Да, имам една вода што ја пијам, што ја преферирам цело време, и многу ми е убава за пиење, кисела вода е со вкус. Пробај Тоа ќе ова пијачка да видиш дали ќе ти прија за. Ова?
Да. Ова со- имунобуст, ова многу со да не ме ова- бусне ова. Па сакам да кажам, со ова ќе извадиш нови 2 албуми, брат. Да Само не со ме една бусне пијачка. многу. Една остави- пијачка, еден албум креираш. Да, може. Стварно, суплементи ми кажа дека пиеш креатин, глутамин, протеин. Добро. Што друго пиеш? Браво. Нема шеќер иначе. Браво, бомба. Чисто и лесно е. Тоа што вкус е. Портокал. Оринчен, Јо, пајнепл оринч, и да, ананас. топе. Врв. Лесна е и може Да. 100 литра да испиеме. Да. Изи, ме потсеќа, знаеш како на оние сокчињата што ги пиевме како деца. Многу ме потсеќа. Не знам како се вика, ама сокче како дете што пиевме, имаше На едно. растварање оние што бе сируп? Не на сируп. Дали беа сега? Не ми текнува Ма каква тие биле фирма е. преполни со шеќери. Да, тие Тоа беа разликата, со сме шеќери пиеле полни. чист диабетис. Да, Ова е или у чиста Кока-колата вода со шеќер да не минерализација. биде газирана. Да, тоа беше лайф хак од баба ми. Да, тоа е- вика, сине ова е тоа е најздраво. најчот. Турање литро Кока-кола или Или кило шеќер, да не не биде газирано. Ме прави диабетичар од малиноза. Да. Имаше некој сокчиња од портокал точно како дете, не ми текнува како си. Пинго мислам ли дека си. Не ми текнува, не ме фаќа за збор, ама точно тој вкус ми е убав. Може, знаеш зашо не ми текнува? Ти кога си ги пиел, ја тогаш сум бил на ултра ригорозна диета. Да. Ја го сум гледал, кога ќе влезам во маркет, само гледам кај е стекот, оризот, овесот и тие ствари суплементи. Не, Да, тие да. рафтови, благи, сладоледи, не сум ги одминал вака. Да. Без гледање, знаеш, особено последните 5-6 недели. кога си Кој се узда онака, испостен. пуп, Да, не да, гледам да. ништо, само напред. Од суплементи што пиеш друго? Пијам креатин, протеин пијам, БЦА пијам, ашваганда знам да пијам. Имам ашваганда онакво прав ја растварам во вода. Витамини доста пијам. Тоа, креатинот и протеинот ми се go to. При воркаут, да. При воркаут знам да земам кога знам дека нема да ми биде добар тренингот, пошто кафе не ни пијам толку често. Не сум онак некој зависник од кафе да станам, па сега морам да пијам кафе да се освестам, не. Пуше вода ми се пие кога ќе станам од спиење неголи кафе. И ама преворкаут знам да инкомпонирам некој период одреден, например кога знам дека сакам да запнам, да накачам килажи, да направам побрутални тренинзи, фукам преворкаут, ставам, го уклопувам со креатин. А креатин зимам преку целата година, протеин знам, пијам цело време, го ставам и у храната протеинот, у болови си правам така, не знам, Пробувам ове виски и креатин? Не. Виски, креатин и БЦА. Никаде. Тоа не знам кој го гледав, оној Ендрю Тейт мислам дека ги гледав нешто се глупира, као демек pre-workout, сега ќе видите што е pre-workout, кап вискито, баб цигарите и прават трицепс дипс, динг. Да. Тоа поише фора за YouTube. Да, лудо. Да кренат Лудост. на гледаност, иначе. Лудост. И Шварци го имам видено. Шварци, например, има клип од Млади денови, Джим Бим како пие. Да. Како некој папен на Али пак чашка тоа и за му е, пошто пумпа. Стана тогаш холивудски лик, станува Да. и сака да е автентичен по нешто различно. И се другиве беа од негова генерација сите ултра посветени и овој сака да е различен. Холивудски лик, малце по Да, така по- емоција и пиво пие на тренинг, а у најбољи форма. Да. Кога ги бунеше многу неговите конкуренти, си вика како бе чека овој вака изгледа. А пиво пие. Статуа е, а пие пиво и пуши џоинт, Да. пуши трева, цигара. Тоа никаде го правил вика у Да. вистинскиот живот, ама ете за добил бројки у тоа време, немало YouTube, ама имало Популарен бил Други многу доста платна, за тие. популарен, да, Ја да, имам да. гледано Джим Бим како демек пие од Джим Бимот и вака го стега бицепсот и кој демек му се дува бицепсот. Да, тој ефектот спои. од бицепсот. Да. Имам некоја суплементација за тебе, тоа што наброја ти дека пиеш, баш тоа, креатинот, ја мислам дека еве првим БЦА, То БЦА е вкусот е заход. мислам дека некој разбери, ако не разбираш да Да разбереш, разбереш. овој разбери. Малина некоја, значи, а? БЦА, да, пијам ја цела година. БЦА ми е како вода. Да, и јас исто, и јас исто. Вода- БЦА пијам ради тоа што водата понекогаш ми е Досадна некаде. да, да. Монотона. Искрено си поштувам вода, ама досадна е Досадна некогаш е, да ја кога ќе пиеш. обоиш со нешто вакво. И кога ќе даеш мек нешто да Ем имаш БЦА е аминокиселини, ем Врв. сладко е, ем нема шеќери, што е пресудно. Еве бидејќи спомна преска фаза на грипови вируси има. браво, немам витамин С. Има ова витамин 500 кубика, Браво. С 500 кубика. Браво. 500 Немам витамин С, ми фали. цинк, исто значи Браво, цинк, цинкот Д е и добар. С се баш тоа преска спомнав за вируси, има грипови многу голема бројката на корона, не знам дали околу мене сите има денове позитивен тест на корона. Мислам дека ја имав, ама не се тестирав, ама мислам Да. дека имав. Ги имав сите симптоми. Сите поминавме Немав поеднаш. мирис, немав вкус, плуќата ме стегаше, кашлав. Ја мислев дека од тоа што се што палеа тука, што беше све запалено. Тоа има сигурно удел, али многу во мене и Многу другари тешко ми клиенти беше. гледам дека се позитивни и баш кажувам дека прва одбранбена линија на имунитетот е D3, цинк, С,
Поготоа и кај нас магнезиум. мажите D3 и цинкот Да. играат голема улога у... За тестостеронот Да. се пресудни, они се Да. главни генератори на тестостерон. Јас разбирам, имам разбирање. Затоа сакаш да си тренер, Имам имаш разбирање, база, да. кој сакал да е тренер, а да не ги обожава овие информации. Да, Мора да. ги сакаш. Ја ти викам, фанатично навлезем во тие работи, креатин, бра. Дури и во еден момент дури баш она бев као, дај ќе прекинам ова да го правам со музикава, дај ќе работам фитнес, сакам да менјам животи на луѓе, ме разбираш? И тоа дури го мислев и без пари да го направам. На луѓе, на другари, мислам да им помагам и им помагав и со суплементација, и со исхрана, и со тренинзи, со све им помагав за да почнат да стануваат Да. болја варијанта. Повеле, брат. Фала Мускул многу. да се стори. Фала многу, Натура терапија да Астра, фала ти и на тебе за овој прекрасен поклон, мислам дека ќе да ми се заврши стори, многу брат. работа. На мускул да се стори. Крв да се стори, мускул да се Мускул да стори. се стори. Иначе за креатинот баш, како што кажа, пијам цела година, многу прашања имам секојдневно. Значи тоа ми е најчесто прашање, дали смеам да пијам креатин? Кога ме праша некој дали смеам, и пример ќе кликнам на слика да гледам дека се работи за гојазен човек кој што се гледа дека има пороци. У најмала рака храната е најголем порок, се гледа дека има екстремна дебелина, луѓе што на сликите се со алкохол и со пура, значи веќе имаат нешто што внесуваат лошо, а се плашат да внесат нешто што е здраво. Да, да, да. И тука мора тие табу теми, затоа и го Па креирам овој хемија концепт со е, Адастра, да Тешка хемија е зборуваме. ова што ми го даде сега ти што збориш. Физика е ова, не е хемија. Тоа е Биологија. тешка хемија. Креатинот го има во сите работи, во месо го има креатин. Да, Разбираш али како- за да изедеме за да внесеме 7 грама или 5 грама протеин на ден, треба Количински да изедеме многу треба месо екстремно да многу калорична храна и да Да. не е калорична, со обемот што ќе го изедеме за тие 5 грама чист изолиран креатин, тоа ќе кошта многу калории, ќе се здебелиме. Затоа суплементацијава, ја викам дека е денеска, како што се движи ова модерно дигитално време, со многу модерни нешта, верувам дека за некоја година суплементацијата ќе биде посилна и поздрава од храната и ќе ја гледаме како здравје. Нема да, ја гледаме како прашак. Луѓето ги буни тоа што е во прашак, состојба на прашак и си вика, не ќе ми ја прашак. Фактички се е прашок, од зачини до сол, до шеќер, кога ќе видиш све е до прашок. кафе, до супа, све е некоја тврда хемиска варијанта, ама не треба да не плаши бидејќи еве кога ќе видиме на цигарите пишува пушењето убива со капслок. Да. Тоа не се плашат луѓето, ама кога ќе му кажеш пи креатин, не е тоа за мене. И прашува дали е тоа за него, знаеш. Многу живееме во некако глува и слепа доба на тема здравје. А се акцентира она лошото. Да. Затоа често сакам да го збориме и креатинот. Јас мислам дека треба да биде задолжено онака во маркет да го има. Кога купуваш лепи млеко, веќе да нема лепи млеко, пошто знаеме дека животинското млеко е многу лошо. штетно за нас, од да. дигестија и здравствен аспект. Лебот како бел леп е одамна у мојот живот не постои. Треба баш да ни во полиците на лепи млеко да има креатин, протеин, витамин. Затоа со цел што сепак е суплементација, значи тоа луѓето многу ги меша хемија, не е хемија, суплементација. Суплементација значи да го поддржи тоа што веќе нашето тело го има и го креира. додатоци, да. Да, додаток е баш само за да му даде плюс на тоа што треба и што му фали. Затоа што човечкото тело, колку што ја знам и колку што имам разбирање, се што е вишок го вади од него. Значи се што е вишок го вади, дали преку мокрача, дали преку измет ќе го извади, дали е вишок протеин, дали е вишок, све што е вишок ќе го извади. Абе држи вода креатинот у мускулот. Па да треба да држи вода. држи. Без вода мускулот ќе се Дехидриран. грчи, да, ќе се грчи, ќе имаш грчеви, ќе не можеш да функционираш, ќе не можеш да работиш. Значи, ама јас не сакам да излијам така. Нема да излијаш, уживај, вежбај, работи, зимај суплементи, многу треба повеќе од тоа ти што мислиш, па јас сакам малце да се набилдам. Не сакаш малце. Сакаш многу да се набилдаш А ми ќе тешко, први таргет викат не ќе. не ќе многу. А за да он се набилда тоа многу малце, треба многу да направи Дај Боже работа. така да се правиа мускули. Дај Боже толку лесно, особено девојче кога ќе ми каже, ја не ќе да вежбам чучневи да ми се направат големи бутови гзови. Дај Боже така да се прави. Ја љубим нозе од вежбање, и Не пак се- скоро иде. Се цел Јас живот што да правам кажам, креатини, како протеини, нози. свашта. Да. Пак тешко иде. Дај Боже Да. да беше така, ама ете, добро, затоа имаме вакви спортски Ја дури и концепти. немам некои предрасуди за стероидите, искрено да ти кажам. Немам Не си предрасуди. користел, значи, стероиди, Не сум никогаш? користел, ама немам ни предрасуди за стероидите. Зашто? Од проста причина што сметам дека се што се злоупотребува е лошо, да се разбереме. Значи се што се злоупотребува, правам муавети од тип на ти да пиеш денеска 15 литри вода, ќе направиш проблем на бубрезите, ме разбираш, ќе направиш проблем на бешика, на мочен меури, на сите останати работи што ти се, мислам и во телото што ти функционираат, желудник,
ќе ги изреметиш. Значи се што се злоупотребува и што во огромни количини е лошо. За стероидите немам никаков проблем од проста причина што мислам дека се добра работа во поглед на зголемување на потенцијалот, изголемување на границата кај луѓето. Да, имаат сайд ефекти, меѓутоа што нема сайд Се ефекти. има сайд ефекти. Тие се наменети за луѓе сепак. Да. Меѓутоа луѓе со некој недостаток или со потреба за плюс перформанс, професионалци, така. кои што сака да срушат некои бариери. Не е за секого, не е за рекреативен свет. Апсолутно, тоа да не свата дека Да, препорачуваме. не препорачувам. Меѓутоа јас немам ништо и човек кој ќе ми дое, кој ќе ми каже јас сум брат, знаеш, природен си, и кој ќе ми каже дека е природен, а гледам дека не е природен. Ја ги познавам тие работи. Значи, нели, кога вежбаш и кога знаеш веќе воочуваш кој е природен, кој не е. Да, Се ги има тие аномалии на телото, има некои работи кои што вакво. Не ми кажувај дека си природен ако не си. Поубаво ќе биде за да знам дека не поставуваш некоја човечка, односно дека не поставуваш некоја човечка граница, дека до тука може да се стигне природно. Не може да се стигне до таму. Природно значи мора да има нешто што го стимулира телото и мускулот за да стигнеш до таму. И немам ништо против тоа. И нека се отворени луѓето за користење на тоа и нека меѓутоа нека биде професионално, нека биде со крвни слики, Со нека доктори, биде со со доктори, ендокринолози, тоа е да, многу битно. за да бидат намалени сайд ефектите на тоа, затоа што пак ќе кажам, зголемувањето само значи еволуција е. Еволуира телото, иде на следното ниво и кога ќе стигне до зид, можеби му треба некоја доза на, да речеме, тестостерон плюс или на било каква друга субстанца која што е направена за луѓето, за да се сруши некој рекорд и да се направи нешто што не било до сега. Како све што иде напред, така и луѓето треба да еволуираат и да идат напред. Да, знаеш, луѓе кои што патат од низок тестостерон, тие тестостеронски естери синтетички се дизајнирани за нив. Многу е поздраво да живееш со хормон синтетички, ако имаш дефицит на тестостерон, отколку млад да умреш со низок тестостерон. Да. Значи, нискиот тестостерон кај нас мажите и кај жените, ама кај нас е драстично посилен, е директно поврзано со долговечноста, со машкиот имунитет, либидо, сила, плодност. Расположение пред се. Да, апсолутно. Квалитет на Расположение живот, пред се. машки алфа особини, Да. тоа се драстично подобри акцентирани со земање на терапија, дали е тоа преку суплементи или преку синтетички стероид, бидејќи има многу добри суплементи, знаеш ти, кои што директно влијаат врз природниот тестостерон, го креваат на добро ниво, али ако човекот ги има изгорено, па нели ради X причини, дали е генетски или алкохол или Да, може и да не мора ништо да е, може ете генетски да е, да, генетски има да луѓе е. со стварно низок тестостерон. Така се раѓа. Многу е токсично и штетно да живее тој така доживотно, затоа за нив ендокринолог ќе им потпише ТРТ терапија и он живее квалитетен живот, среќа, ги има осеќа среќа и ги осеќа сите машки алфа карактеристики. За да биде машко комплетна личност, мора да има добар имунитет, односно тестостерон. Јас сум отворен за тоа и јас мислам дека луѓето после мажите, поготово после 50-та година, сметам дека треба да земат во обзир микродозирање на ТРТ. Да, по потреба, да, ако има по потреба, низок, значи правиме тоа мојот ќе и стане тоа сега микродозирање да е, затоа што мислам дека нема да штети, туку напротив само ќе им го направи животот поубав и поквалитетен. Например, рецимо, јас на 50 години, мене децата ќе имаат по 20 и нешто години, да речеме така, 20 ќе имаат. Јас на 50 години можеби ќе го немам тоа, не можеби, туку сигурно ќе го немам тоа ниво на тестостерон кој што го имам сега. И тоа ќе ми влијае многу на мене, ќе влијае многу на желба за работа. На желба со жена ми да бидам, ме разбираш, Да. и општо да сакам да имам било каков однос со незе. А вака, например, на микродозирање, затоа што сепак ќе можам да го искусам пак тој убав живот, пак со незе, пак да го Значи, живеам, да младост. го уживам, да го уживам моментот кога веќе, ако дае Господ, децата ми бидат пораснати убаво све на сите страни, па да имаме пак таа интима и приватност со незе, да бидеме среќни, ме разбираш, и тие работи произлегуваат само од тоа, од машкоста. Значи пак да се чувствуваш како маш, ме разбираш. Борбата за живот е поврзана со тестостерон. Да. Знаеш, сите животни што се туку агресивни и ловци имаат висок тестостерон. Да. И тоа ги движи да се борци, да градат, да движат, да рушат препреки. Со низок тестостерон обично децата што работам и со мали деца кои што имаат низок тестостерон, многу лесно можам да ги проценам визуелно. Многу се меки, депресивни, меки си карактерно, меки си и на допир мускулатурно. Ако имаат особено висок естроген, брзо врзуваат вода, имаат Градите, гинекомастија. да, гинекомастија, да.
висок притисок, многу се лесно депресивни, многу тешко се снаоѓаат и во кариерата, едноставно си треба хормоналната поддршка е здравје, Да, е здравје, да. буквално рака. Да. И кај жените естрогенот и тестостеронот, двете Не го се поддржувам секс да хормони. не го поддржувам моментот, мислам тоа е мое мислење и слободно нека кажат што сакаат луѓето, не го поддржувам моментот на злоупотреба на тие хормони да се правиме од едни во други и нешто што не сме. Тоа не го поддржувам, разбираш, од маж во жена и од жена во маж. Меѓутоа за мажот тоа што треба и за жената тоа што треба да се земе во одреден период од животот и за да се стимулира тоа што треба да се стимулира, јас сум скроз за и немам никаква предрасуда. Затоа што на крајот од денот сите сакаме да живееме убав и квалитетен живот. Апсолутно. Да. Многу добро кажа и така е. Сега една интересна тема ќе свичнам, многу ме интересира, пред месец дена беше. Кој беше иницијатор, како се случи да имате некој мини настап во затворот Идризово? Тоа беше многу убаво, симпатично Да. и за нив ефективно, за ресоциализација и дружба. Се не знам колку беа присутни затворениците, колку луѓе, дали имавте допир со нив контакт или подалеку. Како што знам, ти, Тони Зен и Тракер Да. направивте мини концерт и тоа многу добро изгледаше. Го споделија браво и доста портали. Да. Кажи ми, кој беше иницијатор, кој ве повика таму или вие решивте сами? Таму мене лично ми сконтактира Александар Ковиловски, кој што е воспитувач таму, имено е иначе бивши член на Клан Исток, ако не се лажам, значи стара рап група што е од Македонија. За Александар збор. Да, за Александар. И моментално Александар е воспитуваш во затворот во Идризово и е еден од луѓето кој што на пример е тесно врзан со хип-хоп културата, со рапот, меѓутоа и затворот е тука, ме разбираш, и тој креативен процес кој што организира моментално. Имам видено и доста изложби од затвореници, дали значи изложби од тип на уметнички, поезија, ракотворби и се останато кое што го прават затворениците и кој што е силен борец за тоа да се смени и да се направат реформи во тој затворски систем, затоа што верува дека ако затворениците внатре не се третираат како затвореници, туку ако се третираат како луѓе кои што едноставно сгрешиле и заслужуваат шанса за подобар живот кога ќе искочат, да не се третираат како животни на некој начин, овој затвор, овој затвореник нема иднина за него. Јас сметам дека тоа е така. И човекот исто силен поборник за тие работи, го гледам со сите работи што ги прави, негова беше иницијативата за да се направи концерт. Пред тоа имало концерт, баш што Тони Зен се смеев, ме вика 2018 имало концерт. Кој Таму настапувал? Тони Зен има настапувано и не знам кој друг, ама Тони Зен баш се смеев. Ми имаше еден 2018, да, 2018 или 2017, имаше еден затвореник, така, вика, ја овој втор пат го гледам, вика, тука како уште ослужува казна, братот, поздрав до него, знае кој е. Да, уште малци има, братот, ќе издржи, вика, ја овој втор пат го гледам тука како пее, вика, него вакво имало уште еден таков настан. Меѓутоа овој пат ме повика и мене Александар ме покани, ја бев задоволен дека, мислам, бев среќен дека ќе видам Тракер, пошто го нема видено Тракер една година скоро. Он е на 3 години осуден? Мислам дека 4. На 4? Да. Значи една помина до сега. Да, скоро една помина. Јануари мислам дека го уапсија, го осудија и све останато. И бев првично среќен поради шансата што можам да го видам, пошто го немам видено, да видам што прави, како прави, дали е добар, дали е жив здрав таму, ме разбираш, затвор, кога ќе кажат луѓе затворов, значи мислам ја дека е не го знам, ме разбираш, мислам дека е затвор, хардкор, да, хорор филм. И стигнав таму, влегов, уствари видов дека дека е многу доста помодернизиран моментално затворскиот систем. Има некои работи кои што стварно се за респект, стварно се за почит. За тоа што, например, во зградата кај што настапувавме, ние таму беше доста чисто и гланц беше. И ми изненадуваш. Да. Гланц беше. Јас се в чудо не видив. Дали беше тоа ради нашо бевме дојдени или стварно затворениците, сакам да верувам дека затворениците имаат дисциплина таму, затоа што така изгледаш. И ако било тоа за нас чистено, ќе имаше барем и некој мирис или арома било каква на тоа дека било тоа чистено тука за нас. Не. Беше тоа чисто, беше тоа средено. Во тој дел таму беа, значи буквално има кај да ги перат алиштата, сами си ги перат, имаат берберница, луѓе кои што се затворени, кои што знаат да шишаат, имаат канцеларија, да се шишаат тука, да имаат бербер. И функционира.
верувам дека функционира затоа што видов дека функционира. Бев таму едно 5-6 сати, се таму, функционираат работите. Си разменуваат работи. Внатре во затворот? Да, внатре. внатре. Јас влегов внатре во затворот. Внатре, буквално во таа зграда кај што се Таму прошета, ама каде пеевте? Пеевме надвор, во дворот кај што се пуштаат на шетња, кај што ги пуштаат тука, кај што имаат слободно време на шетња. Во дворот имаше наместено бина, меѓутоа затворениците, мислам, луѓето кои што се затворени во таа зграда, кои служуваат казна, беа на 2 игралишта. Кога игралиштата се затворени, беа на 2 игралишта, бидејќи да се спречи некаков било каков проблем, да не ги понесе емоција, било што нас да не заштитат како артисти, мада Тонизен се спушти и отиде до ограда, ме разбираш, веќе него му е втор пат, он знае што да очекува, ја не знаев, ја бев на бина само и толку. После тоа се испоштував со луѓе во боксчиња, браво, фала ви, респект, ово, она све си имаше, а Тони дека знае дека веќе еднаш бил, се спушти до бина, па пееше со нив, па пуштија еден од затворениците дури да се качи на бина, играше со него, се смеа, да. Многу добро зезање беше, стварно. Мислам, и тие се луѓе треба да имаат агенда, треба да имаат, ја да можам би креирал и стендап комеди тамо да се расположат, да видат и смисла во. Сега сме во преговори, ќе видиме тоа како ќе испадне, спремаме нешто за затворот, не знам, не можам да го кажам, ама мислам дека таму ќе искочи една многу убава ствар моментално. Во вид на ваква некоја работа од луѓе кои што се таму затворени. Значи нешто како подкаст позади решетките, каде што ќе имаат затворениците шанса да седнат и да направат муабет и да кажат тие што се веќе пред искачање. Да си ја раскажат приказната. Имало мини емисии, некои интервјуа, не, правиме муабет за подкаст. Мислам подкаст, правиме муабет да се седне и да се дискутира, да се прави муабет на тема, како дојде до тука, што стигна, кој е твојот животен пат, вака и имаат приказ на тие луѓе, реално не се сите ние сме грешници на некој начин, помал или поголем, некој е фатен, некој не е фатен. Да, некој не е фатен. Многу криминалци шетаат околу нас, тешки криминалци, никош не биле затворени, знаеме дека за кебапи кај нас се лежат затвор, да. Така да и тие се луѓе добро и да ги чуеме и да споделиме како треба и како не треба да видиме. Лежат луѓе на политички прогон, значи пак ќе кажам, не мора да е криминалец некој, значи едноставно да не си со таа партија ти можеш да летнеш у затвор кај нас. Сведоци сме на така. Да, затоа сам да го кажам, мислам, не мора да правиш ти криминал за да бидеш затворен. Може да ти наместат, да те сместат, да те фатат, значи во различни ситуации. И секој има приказна. И секоја приказна има две страни. Да, така да едната, ако веќе ја знаеме преку социјални мрежи дека Тракер бил уапсен и дека бил фатен во сова и овој лежи толку време затвор, мислам дека треба да ја слушнеме приказната на Тракер, зашто го правил тој и како бил, и за останатите луѓе кои што се затворени таму и служуваат казна. Предпоставам дека Тракер бил среќен и дека му бил баш многу, и ја бев многу среќен кога бев. Тоа беше момент некој таков кај што го видов и кај што бев, дури му кажав, брат, мислам дека ова е добра работа тебе што ти се деси, затоа што Тракер пред тоа немаше некоја дисциплина, немаше некоја рутина, знаеше да пие, знаеше да прави други работи, знаеше претходно. Кога беше надвор, знаеше да не вежба, он не ни вежбал, ментално вежба. Јако го видов, со Тони Зем баш правевме муавет, со Тони правиме, види го бе брат, викам се набилдал. Као не е она сега да он да искочи на такмичење, ама се гледа мускулатурата, јако го гушнав кога го фатив, она се никогаш во животот не е бил тако. Поздрав го на Тракер и само продолжи да вежбаш. Да. Ќе ти пратиме суплементи. Пакет суплементација имаш тука, знаеш. И бев многу радосен поради тоа што го видов и го прашав и уствари околината таму, поради тоа што имаат и теретани, тоа су добра теретана имаат. Имам слики од таа теретана, имам клиенти, извини што те прекинав, клиенти и другари што се таму и ми праќаат слика солидна, доволно за да може, нели, за тие услови да си направиш тренинг и од ништо да не се скратиш. Лат машина, некој шут импровизиран, мртво дигање си прават тегови до 100-200 кила. Супер е. Супер е, значи ти можеш и у самата келија да правиш, нема везе само барпис да правиш, па целото тело ти се активира. Ако сакаш ќе најдеш. Меѓутоа за човек што не вежбал и луѓето таму кои што му се цимери, кои што тука се околу него све вежбаат и уствари они си имаат некоја внатрешна политика дека таму најверојатно треба да се вежба, треба да се одржува хигиена. Редот е тој. Да, редот е тој. Значи тоа не е дека им го наметнале од затворот, туку они сами си го направиле за да на сите им биде полесно, за да издржат казната и од таму да се оттарасат после, ме разбираш. И имаат некоја рутина таму баш за тие работи, бам.
И он почнал да вежба. Ја кога го видов, ја бев запрепастен, он никогаш не изгледал така како што изгледаме, разбираш. И Значи има и го не е фурам. све така црно, има Не. и светли точки Викам, ако знаеш како да употребиш. искрено да ти кажам, викам, мислам дека ја може би ти требаш у животот, не у оваа форма и во околу време, ама може би добро ќе ти дое 3-4 месеци ја ги излезеш, ама не 4 години, ама тоа е. Така да ќе го ослободат кога ќе го ослободат. Дај Боже побрзо. Да. И со лесно нека. Да. Брат, фала ти многу добри теми. Да, Може да да. збориме, али многу Не добри знам теми. колку фати време мен, не знам збориме, колку да. помина. Може едно саат време, 2 скоро, Поише 100%. саат и нешто. Интересни специфични теми, многу ти фала што отвараш искрен муавет, искрен разговор од искуство претежно. Не е пренос на информација, туку класично убаво искуство, поминато. И верувам дека, само не ми кажа што е со следните планови, годинава следната на музички план. Оваа година За имам вежбање знам дека ќе си у форма. 100%, тоа нема веќе бегање. Сакам да, мислам сакам, веќе е во изработка албумот кој што го спремам, нов албум е, ќе искочи ноември, мислам, сакам да го извадам во ноември и моментално сме на добар пат за да го извадиме, во случај ако заглави нешто може би покасно, ама не верувам, затоа што мислам дека сите работи се наредени за да искочи тогаш. Таму имам доста гостувања, убави песни, поведен од целата историја пред тоа кај што ме немаше, тука се сите искуства собрани во едно и сите лекции се собрани во едно. Албумот сакам да го најавам, ќе искочи ноември. На музички план тоа е генерално, работиме, снимаме, правиме музика, вежбање ќе има обавезно. Кога ќе искаче емисија? Вторник во 8. Вторник во 8. Епа 11 октомври има концерт еден, Сладкар и Тонизен прават концерт. Да, 11 Да. октомври. Мислам дека и Двабона ќе настапуваат таму, Зибом ќе настапуваат, исто Значи, и кој идеме. next time. Да, јас сакам да ги повикам сите кои што поддржуваат македонска музика да се приклучат на тој концерт и да го поддржат целиот тој настан, затоа што само така единствено можеме да се дигнеме на поубаво ниво и да ја ставиме македонската музика на пиедесталот кај што заслужува да биде. Сакам да ги повикам сите да дојат таму и тоа се случуваат убави настани, мислам дека супер е сега и времето и климата за македонска музика и работиме ние на тој план да извадиме што повеќе музика наредниот период, така да ќе имате многу музика за слушање. Едва и чекаме, да ти кажам, и добар и датумот, 11 октомври, да Да. потенцираме, 11 октомври во Борис Рајковски беше. Во Борис Рајковски, да. Карти се уште има. Многу интересна е таа спојка на Тони Зен, еве, ти, Двабона, Сладкар, многу јаки таленти што опфаќаат и магнетизираат различни генерации и прават, верувам дека публиката ќе биде микс од постари од мене и деца и помали, тоа е многу добро. Генерацијски ќе биде различно, а Да. ќе биде убаво за сите. Македонска музика, многу креативна и јас ќе дојдам сигурно, секако баш денеска ќе објавам на стори, сакав, имаше некако флаер Да. со Сладкар и Тони, така да ги поддржиме максимално, они се великани уште од моето време. Да. Ја Тони памтам, ќе го поздравам, голем поздрав до Тони. Многу Мене одамна Тони ми сме- беше еден рол модел уште кога искочи, он беше набилдан, Тоа сакам тетовиран и кажам, рапер, дека ме разбираш. Кога прв пат кога прв пат го запознав, се запознавме во теретана, во атлета, оддамна 2005-6 година. Да. Јас тогаш вежбав и бев во одлична форма, Тони беше во негова праймот, во негова најдобра форма и беше единствен пеач што беше така згоден. Не пеач, рапер. Да, рапер. Рапер. Да, па и Рапер. сите сфери пеачи од фолклор до Да. рап немаше лик кој што изгледа така фит и Сунчан згоден тетоважи, у тоа време беше многу модерен. Да. И сега е, ама времето си го прави своето. Може би се запоставил, не тренира како тогаш, али тогаш беше во Топ форма, да. пикот, изгледаше добро. И ние бевме деца помали од него неколку години и му се дивевме. Како не, брат, кога извади И во мој искача стил. Да, искача на спот и еднаш ми се јави и ме вика од тамна 2007-2008, дојди кај мене на спот, ме вика. Тоа беше за мене поклон. Да. Тоа е евент и долу да те викне. Така да голем поздрав до Тони, он опфаќа многу генерации, Да, сите го да. слушаат од многу Брат, во мој стари. стил ми е мене врежана во сеќавање на склекови, ме разбираш, кога Да, хејтерот ме да, пука, да. од љубомора пука, враќам јас во мој стил, ја дома сум бум, пап, Да. бум, пап, уритам правам склекови, ме разбираш, Како таква не? песна беше, таква музика и то не изгледаше така. И да, мислам дека он беше еден, не мислам туку, може и да
да е така, тврдам дека е така, дека он ми бил може еден од првите рол модели како треба да изгледа еден рапер после 50 Cent, пошто 50 беше набилдан Да, и да, таков он го измисли цел, тој имидж. Да, ама Тони го донесе кај нас и викаме, чекај го кај нас, ме разбираш? Можело да си викаш. Да, Ти си- тетовиран сум, рапер сум, Да. билдам, сега не сум висок колку Тони, да, ама добро, тоа Ќе е... порасне, ја порано бев многу висок, сега Аха. се намалив. Ке се уме на дожд да, надвор, сега ќе заврне таму, ќе Ќе почне... стикаме само до здоле за 70, како Со 0,6, со 0,5 Со камера. 0,6 да видам 2 метра. Така да, супер, идеме на концерт. Се договоривме со Таско дека ќе вежбаме следниот вторник или среда и ќе снимаме еден добар тренинг, ќе постираме како вежбаме, Може. Да. како газиме договорен. и нормално постираме со рутина песната. Да, Ќе се слуша тоа на тренинг, утре дана ќе рокнеме рутина Вока таа цело време пуштат. и газиме. Така да, Да. фала ти многу брат на денешниот муабет, на добрите пораки, на спомнување на македонски имиња, звучни и незвучни, на поздрав до сите и до Тракер. И се гледаме, можеби наредна сезона ќе направиме уште една епизода. Обавезно. Обавезно. Со нови успеси, со нови теми на муабет. Фала Да, ти што да. што ме покани. Стварно ми беше драго да гостувам во ваква емисија, поготово од ваков тип, затоа што не сум имал шанса да зборам околу фитнесот и околу пасијата за тие работи, за суплементација и се останато што правевме муабет во овој подкаст и стварно ми беше мерак. Драго ми е, брат, драго ми е, па се гледаме ети пак вторник или среда. До вас голем поздрав, фала ви што не издржавте вака саат и пол. Се надам дека ви беше интересно и дека нешто научивте и ќе примените. Кажаме доста важни работи околу пороци, здрав стил на живот, околу сето она што не опфаќа и не прави како луѓе. Грешиме, се враќаме, се раѓаме одново, Феникс, се случува нашиот живот. Можеби многу луѓе ќе се пронајдат во овие приказни. Па се гледаме ние следен вторник. Ќе ве замолам уште еднаш како е не кликна лайк да кликне и subscribe. Поздрав до сите.